Стадион, емисија за вашата вистина. Наши гости денеска, кој е следен? Анастасија Павловска, Борис Ристовски и Марија Арсенкова. Да почнеме со Анастасија Павловска. Која е Анастасија Павловска? Јас колку што сум информиран, овој активизам не е случаен што го покажувате со протестите, што го покажавте во собранието. Вие имате здружение кое што функционира повеќе години и постојано сте активни, не само во граѓанскиот сектор, туку се обидувате да влезете преку независната сцена и во политиката. Јас сум Анастасија Павловска, јас сум дипломиран психолог, работам две работни места, работам како психолог во Здружение за социјална заштита за лица со попреченост и за возрастни лица, а паралелно со тоа имам и Здружение за креативна одржливост, односно работиме кон екологија, развивање на креативната индустрија во Македонија и давање на платформа на нови, млади луѓе кои што сакаат да се грижат за заедницата. Психологија, кај имаш завршено? Имам дипломирано на Шефилд. На Шефилд? Да. Македонија немаше факултети, не? Јас завршив средно една година порано, бидејќи бев навистина разочарана од образовниот систем кој што ние го имаме. И поради тоа решив дека чим веќе завршувам средно една година порано за да избегам од овој образовен систем, навистина немаше како моето високо образование да го продолжам во Македонија, познавајќи низ што се поменуваат студентите кои што студираат тука. Односно и квалитетот на образованието. Само да разјасниме, со една година порано завршување на средна, не можеш да се запишеш на факултет во Македонија? Може. Може? Може да се запишеш, да, но едноставно јас не сметав дека квалитетот на образованието кој што ќе го добиам тука, ќе ми помогне јас понатаму да бидам вистински психолог кој што ќе може вистински промени да прави во општеството. Знаев дека сум бунтовна, значи бунтував и во средно и знаев дека сите неправди кои што ќе ги посведочувам во нашиот високо образовен систем, едноставно нема ми дозволат јас воопшто да завршам. Што е разликата меѓу психологија на Шефилд во Солун? Нели таму има клон, тоа е британско образование и психологијата тука. Голема разликата? Голема разликата, да, во пристапот, во предметите, во што? Првично во пристапот, да, затоа што пристапот е холистички, односно сакаат индивидуално секој студент да го изградат како собствен психолог, кој што ќе прави добро за заедницата. Кадарот нели нормално беше од Англија и од Грција и многу по, не знам како да кажам, кај нас кадарот имаат некое его во Македонија. Сум соработувала со голем дел од психолозите кои што предаваат на факултетот и приметувам дека имаат многу голямо его. Во Грција не постоеше тоа его, едноставно беа фокусирани да ни изградат нас како повеќе пракса отколку теорија, кај нас повеќе теорија отколку пракса. Да. И кај нас менторска работа, посетување на секој студент посебно. Да, ма кај нас е многу опширна програмата. Например, јас сега разгледував мастер програмата кај нас. Не може во мастер програма за психологија да изучуваш основи на психоанализа. Затоа што јас на мојот факултет основа на психоанализа ја учев во вториот семестар од првата година. Така да... Зошто се вративте, ако веќе избегавте образовно, за работа пак се вративте? Обично обратни се патеките. Јас знаев дека ќе се вратам во Македонија и затоа сакав унаа привилегија, реално е привилегија тоа да учиш во странство. Поради родителите, дечко имаше тука или? Не, сакав унаа привилегија која што имам да се стикнам со такво образование, да ја искористам за подобрување на нашата држава. Точно ли е тоа дека тие од странство што доаѓаат тука поради познати причини, многу не ги обожаваат? Не добиваат така лесно шанса? Ја не сум се соочила со тој проблем. Искрено не сум се соочила со тој проблем, бидејќи сум личност која што кога ќе се зацрта цел знае до крај да си ја истара и не сум се соочила со проблем дека никој ме дискриминирал за тоа што јас сум завршила приватно образование. Но сум се соочила со тоа дека затоа што е приватно образование сметаат дека не е квалитетно, дека туку така Шефилд не е квалитетен. Да. Но тоа е перцепцијата, мислам дека што добиваат од приватните факултети кои што се во Македонија. Мислам кои што се во оваа држава. Јас колку знам,
На неколку приватни факултети има психологија, не е само на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Да. Македонија. Да, и програмите не са квалитетни. Зошто се толку атрактивни? Има многу слободни работни места или самата професија е атрактивна? Самата професија, мислам дека сите психолози првично се запишуваат на овој факултет бидејќи се бараат одговори саме за себе си, а во Македонија на вистина во овие услови кои што живееме, па бога ми треба да бараш многу одговори за да сакаш да да устанеш тука и да Има слободни работни места? Се обидувала Анастасија да побара некаде, одбиена или не сакала? Значи Во работни државно, места- во образование, на факултет. Работни места за психолози во државни институции се резервирани само со оние со партиска книжка. Во невладени организации исто така можеш да се вработиш, но таму не се толку ценат по струката, односно ти си вработен како психолог, но паралелно работиш уште 20 други позиции во самата организација. Затоа мислам дека познавањето можеби на темата психологија и што се може да допринесе психологот за општеството не е толку во Македонија. Што е разликата меѓу психијатар и психолог? Тоа е чисто здравство, ова што е полуздравство. Па да, психијатарот е оној кој што нели може да препишува терапија, а психологот не може да препишува терапија, може да препорача да отидеш кај психијатар доколку увиде таква помош, но ние како психолози првично нели работиме на когнитивниот и емотивниот дел, не гледаме веднаш да ги пратиме луѓето. Вие сте превентива прво, така? Ние сме, па да, превентива или нели прва SOS помош, како што би ја нарекла, и доколку нели нема прогрес во терапијата, тогаш преминуваш да го испратиш некој кај психијатар. Она огромна грешка која што во Македонија се прави е дека луѓето директно одат на психијатар, односно матичните лекари многу често знаат наместо да ти препишат да одиш кај психолог, ти препишуваат да одиш кај психијатар. Потоа тој психијатар по многу кратка евалуација според мене може им препишуваат многу често терапија, затоа диазепам е еден од најпродаваниот лек во Македонија. Македонија во моментот е повеќе за психолог или веќе е доста психијатар треба да се вклучи, односно психијатријата? Македонија е за едно сеопфатно лекување. Или хирургија веќе треба да се вклучи? Веќе психијатрите тука не ни можат да помогнат затоа што колку лекови можеш да дадеш на еден човек за да ги издржи сите овие услови. Зашто условите си Анастасија, остануваат повеќе исти. го разбирам тоа како разговор веќе ако гледаме филмови по Америка, затоа што ке нас беше срамота, беше ги стигматизираат тие што одеа на психијатар. Порано, сега не знам каква е состојбата, меѓутоа имам слушнато дека веќе меѓу поатрактивните професии во здравството, освен пластична хирургија, се веќе психијатрите и дека многу тешко може да се најде термин кај тие поврвни психијатри во државата за да се оствари, како се вика тоа, сеанса, Да. и дека многу скапо чинат Имам тие сеанси. добар одговор за ова. Ја мислам дека општеството во кое што живееме, државите, системите, не тираат ние сите индивидуалците да сметаме дека проблемот е во нас. Дека нешто не е во ред со нас. Дека јас сум тажна затоа што јас не знам да се справам со моите емоции, а не дека јас сум тажна затоа што живееме во ваква држава како што живееме. И кога ти ќе ја ставиш вината на индивидуалецот, тогаш нормално дека он ќе си бара помош за да си рече, нели, ете јас не сум добра, не сум, А не системот, да. а не системот. И затоа многу луѓе мислат така и цел моментално во медиумскиот простор постои тоа self-care, односно грижа за самиот себе си, кој што вклучува ти да плаќаш третмани за козметика, да плаќаш психолог, да плаќаш пилатес, не знам што се. Односно, повторно да не се соочиш со системот кој што ти прави да се чувствуваш така. Да одиш да плаќаш патувања во спа центри надвор од градот, затоа што градот ни е загаден. Така да мислам Кои се дека најчестите тоа е... психијатрски проблеми или теми во моментот од искуство на и психолошки, од искуството на психолог, на еден психолог, дали младите се поподложни сега затоа што социјално многу тешко они според тоа што го гледаме секојдневно како се однесуваат, многу тешко се врзуваат за разлика од порано. Многу проблематичен станува дигиталниот аспект, новата технологија, кој што оттуѓува наместо да
врзува или на крајот некој вентил се само концертите. Да, кои што ги немаме моментално, односно многу малца концерти, односно ноќен живот постои кај нас. Најчестите проблеми, ева, според Младинскиот национален совет, младите моментално во Македонија се осеќаат безнадежно. Значи, многу поголем процент, 46% специфично, од младите се осеќаат безнадежно, депресијата, суицидни мисли, да, анксиозност исто така. Сега не знам дали они го класифицираат како депресија, бидејќи еден период на TikTok и на други социјални мрежи беше тренд да зборуваш почесто за менталните растројства, па од таму си поврзале некои симптоми, па кажуваат дека имаат депресија. Но може да кажеме дека мене како млад човек, најмногу што ме загрижува за другите мои млади луѓе кои што се до мене, е тоа што они станаа многу апатични. Значи, апатични и апатијата е потоа изворот на сите други проблеми, затоа што апатијата не е дека ти имаш недостаток на чувства. Апатијата е тоа дека ти ги потиснуваш тие чувства и потоа одиш неутрален во светот. Значи, мислам дека најголемиот проблем кој што ние како млади го имаме апатијата, а тоа се произлегува како механизам за справување со светот во кој што живееме сега. Ти ќе си речеш, ќе си гледам само во сопствениот двор и ќе гледам мојот двор да го направам најцвет, најубав од сите, иако ѓуброто во дворот на комшијата е тука и ми смрди, ама еве јас ќе си останам во мојот двор. Не сакам да заклучам, ама ќе мора тоа да го кажам. Се повеќе млади одат на психолози и на психијатри отколку порано кога старите беа на удар, односно повозрастните. Така е. Да. Многу повеќе одат на... Недостаток на самодоверба, комуникација меѓусебна. Точно е тоа дека во кафе, барови, во кафулија кога седите, не разговарате. Ако гледате на... Па дури има ситуации на надпревари кои се возбудливи и интересни. Телефонот е најинтересно. Нешто што се случува тоа на телефонот, отколку тоа што се случува на теренот. Па да, ама не би кажала дека тоа е проблем само на младите, искрено. Мислам дека веќе дека е многу старо тоа да се каже дека ние без намера. Дека е многу старо нешто, стара тема е тоа да се каже дека ние младите само имаме проблеми поради телефоните кои што ги имаме и социјалните мрежи. Пак ќе кажам, тоа е нешто кое што системот сака ние да мислиме дека тоа е проблемот и тоа е изворот. Прво, колку трети места постојат во државава? Трети места се места каде што ние младите може да се собираме без да трошиме пари. Така, колку такви места постојат во нашата држава, каде што ете јас не морам да седам на телефон за да запознаам некој, туку ќе искочам на тоа место, пак ја кажам, без да потрошам пари, затоа што ние живееме во држава каде што секој втор човек е на раб на сиромаштија. Значи, колку нас државата не дава простор каде што ние ќе може да се социјализираме. Ете, Младинскиот културен центар, кој што беше такво збиралиште, сега не е веќе. МКЦ не е веќе такво збиралиште. Театарски представи. Има, ама тоа се е по волјата на некои независни работници, независни музичари, независни културни работници. Тоа не е дека ништо држава, дека институционално ништо нема. Институционално гледаме кој е директорот и гледаме дека МКЦ моментално должи 250.000 евра. Исто така. И тоа е факт. И знаеме дека... Па Шакири е музичар, он концерти тие настани треба да го интересираат сега, не знам. Па ние имаме и, мислам, бидејќи Скопје е мал град и јас на пример ги знам голем дел од луѓето кои што работеа во МКЦ, кои што беа на вистина кадар во МКЦ и од програмски аспект и од технички аспект, зборам за озвучувањето, оние сите напуштија затоа што не можеа да живеат под тие притисоци. Голем дел од нив им ги скратија платите. И сега моментално, еве сега беше пин конференцијата, кога ќе влезеш во денсинг салата, звукот, тонот не е добар. Зашто? Бидејќи тонецот кој што си ја знаел работата, кој што ја познава салата, кој што работел толку години, си даде отказ. Поради кој? Поради управата. И еве тоа нека биде за Орце, една новиот градоначалник порака, ветуваше и брда и ридови и долини, па да видиме, посебно беше фокусиран и на културата.
он ја делеше култура и забава, па да видиме што ќе направи. Како прво нека издвои повеќе средства за младинскиот културен Ама центар. не само да издвои повеќе средства, затоа што тоа значи дека ќе има голем простор и да се проневарат тие средства, туку да има вистински транспарентни извештаи кои што ќе искачат како тие средства кои што се наменати за МКЦ, како тие се трошат. Не може таква институција да има еден функционален тоалет. Сега кога беше ПИМ конференцијата, еден функционален тоалет, а вечерта поминаа преку 3000-4000 луѓе. Да го вратиме и Корзото, порано Корзо имаше, тоа беше Да. бесплатно дијаве, вие сте мали, тоа го нема оддам. Се собирате сега некаде вака пред нема такво нешто. Нема, генерално и во градскиот парк може да кажам дека се собираме, ама и таму нема јавен тоалет. Така? Да, тие се можеби вака тривијални работи, ама не се суштински се. Борис Ристовски, што ќе кажеш ти на оваа тема сега? Внимателно ја слушаше Анастасија. Јас сум абсолвент. Политиколог. Абсолвент на политички студии, конкретно меѓународни односи и дипломатија. Во Скопје тука. Така, во Скопје. Зошто на политички науки? Обично на политички науки запишуваат тие што сакаат да бидат политички работници. Или па си велат по-лесно е таму, не? И моите Обштествени науки. дома зашо се прашува и така да на некој начин Добро, беше они несваќливо. родителите сакаат они повеќе за себе се секираат, за да не се секираат со детето Да, после. и- Ајде заврши информатика или оди у банка, Апсолутно економски. сакам да се надоврзам, вие кажавте за психологија, дека е многу актуелно да се студира психологија, за разлика политички науки. Кај нас влада е дека овие студии на некој начин не е популарно кај младите. За жал. И ова мислење е подолго трае, не е од сега. Како старите, повозрастните Повозрастните. размислуваат. Старите нема врска. Мој колега кој се запишал на новинарство и татко му вика: "Абе запиши се факултет, вика. Запиши се нешто конкретно." А татко му хемичар. Запиши се хемија, запиши се физика, математика, технички науки, електро. Што е тоа новинарство? Што е тоа политички науки? Апсолутно, можеби вака од аспект на другите, ајде така наречам студии, можеби многу луѓе бараат одговор зашто не ја квалификуваат студирањето на политички студии, не го квалификуваат или не го гледаат низ начин со другите. Меѓутоа, ако видиме пример во денешно време, политичките науки апсолутно имаат голем удел и апсолутно се потребни, апсолутно се потребни и на некој начин те обликува како човек како да се ближиш со заедницата и како да се инволвираш едноставно како политичко битие. Јас сега не можам да кажам, веројатно нема еден одговор зошто е кај нас таа перцепција за студирање на политички науки. Веројатно тоа трае, односно тлее со години и е пренесено од генерација на генерации. Меѓутоа е поразително, јас би рекол дека е поразително да се има такво мислење за студирање на политички науки, меѓутоа и самата причина не би ја сведел само на една, има повеќе фактори тука што е. Исто така Анастасија начина за програмата кај нас, тоа исто важи за политички студии, така да и овој факт што го кажавме дека луѓето не перцепираат сериозно студирање на политички науки и на некој начин дека луѓето едноставно политиката е прљава. Аха. И вас ве обзема лошиот впечаток од политичарите и недовербата и апсолутно. Што можеш да работиш со политички науки? Новинар, во пиар агенција нешто, маркетинг, апсолутно. или во партија да се активираш? Тие се конвенционални, пример, работни места што можеш, меѓутоа сепак можеш и некаква своја иницијатива. Да, меѓутоа во денешно време со таа дигитална технологија, мислам дека имате големи шанси, затоа што во иднина нема да бидат оние што знаат компјутер да поправаат или програмираат, тоа вешка интелигенција, него аналитички треба, можеби тука. Апсолутно аналитички, меѓутоа ете, како што напоменав, тие се на некој начин наметнати или конвенционални, пример, еве, да се инволвираш во институција, да бидеш новинар или тоа е конвенционалното размислување, меѓутоа ти можеш и секако да имаш собствена идеја и собствена иницијатива во овој дел. Така да на еден начин и активизмот и така да. Да. Тоа е активизмот е пристен од мали нозека и Ристовски.
Па не би рекол, може би индивидуални активизам, не на овој начин, кој следен сепак сме по група, не делуваме индивидуално. Сепак за мене ова прва шанса, во кој следен, се приклучим на почетокот, прва шанса на делување на овој начин, и така да многу го ценам и стварно го гледам како сепак е помокна, кога си здружен со повеќе луѓе, сепак е помокна и зашто си здружен со останатите луѓе исто така дава голема порака и поголема смисла. Борис, со тоа што го учеше на политички науки, доволно си се описменил за да разбереш актуалната ситуација во Македонија, или стара е програмата, никој не може, треба нешто за ситуацијата за да ја опишеш или да кажеш кои се причините и да кажеш решение. Не, за ситуацијата во Македонија дефинитивно програмата не е крива. Тоа е нешто стварно. Ја би следел за следењето ситуацијата кај нас е колку имаш информации, достапот на информации, колку си упатен нормално, колку си вклучен во институциите, сепак е тоа на некој начин ти дава нормално поголемо разбирање за ситуациите кај нас. Дефинитивно програмата треба да се менува и мислам дека на некој начин баш овие наративи што ги спомнавме на почетокот и служат на останатите да го задржат тоа мислење за политичките науки, бидејќи програмата сама по себе таа нели е жива материја, не само за политичките науки, треба да се менува и политиката се менува во денешно време, така да секако би оставил дека програмата треба да биде усогласена со сите оние трендови во светот што се случуваат, сите политички движења, така да и мислам дека треба да сите факултети во нашава држава треба да се отворат повеќе кон младите за студирање. Зашто не си заминал Македонија? Па Ти си во тие 20 или 10% на анкетите што искрено не велат ќе си одам од Македонија. Искрено имам во план да ги продолжам студиите, меѓутоа не планирам тука да продолжам тука со студиите. Тој план беше и самите студии да ги започнам надвор Македонија. Јас бев меѓу тие што сакав да си заминам. Меѓутоа ете на некој начин со разговор со моите, на некој начин нормално и моја одлука остана сепак тука да студирам. До третиот циклус биде тука. Да, и на некој начин сега тоа викам нормално, сега не можеш да ги вратиш работите, тоа што си одлучил. Што се зафркна сега? Не, реално ајде да речеме дека јас би рекол дека сепак за не сакам да генерализирам пример за сите студенти и сега да ги терам да студираат надвор. Меѓутоа со оглед на ситуацијата како се на некој начин представени и како се представува политичките науки, односно состојбата како е кај нас, јас сепак би дал совет луѓето што сака да студираат политички науки, да, се додека нема некакви промени кај нас. Што вели политичката наука е со ова тој вовед да го завршиме кај тебе? Крај на идеологијата е, сите партии лажат дека се десни, леви, се е некако помешано и само прагмата е доминантна. Макар што се случуваат отклони, ама за жал според мене во погрешна насока, се базираат на ксенофобија, на омрза, неприфаќање на инаквоста. Со мигрантите тоа. Да. И затоа десните растат, например. Па имаме во Германија, во Британија сега Најджел Фараш треба да победи според анкетите. Имаме и мислам дека и сите веќе тоа е констатирано дека имаме она major shift во политиката. Омразата не треба да биде идеологија, не? Апсолутно. Тоа се некои универзални принципи што се не може да биде, не треба. Да, и се препознаени дека имаме на некој начин универзално сваќање, што е ксенофобија, што е хомофобија, што е апсолутно нетрпеливост кон одредени луѓе, така да мислам дека веќе како цивилизацијски сме расчистиле во тој дел. Имаме ние, како што сакам да кажам, major shift во политиката и гледаме сега не само на европско тло, туку и на светско тло, дека идеологијата, точно кажавте,
изумре на некој начин изгледа, каде што левите политички партии се борат на некој начин да се справат со што евентуално теоретски не би се справиле на тој начин со миграцијата. Тоа е проблем. Нели тоа е проблем. Тоа е како одговор на десните за они им влегуваат во нивниот двор за да можат да Милановиќ во Хрватска така победи, он користејќи го. Да. И левите знаат да бидат популисти. Меѓутоа стварно тоа остава некој впечаток и слика кај луѓето, што стварно збунетост и остава. И ќе се насмееш кога ќе ти каже некој овие се леви, овие се десни. Па тоа е трендот во светот, да, така е. Тоа е трендот за жал и сметам дека ваквите трендови во светот мислам дека ќе донесат уште поголема поделба. Недостасува лидерство во Европа, бела. Спокојни времења. Да. Мрзливи, неиницијативни политичари раѓаат. Лоше е ова споредба што ќе ја кажем, демек кризни времења, војни времења раѓаат цврсти. Не би требало да чекаме така да се случи за да дојдеме до квалитетни политички лидери. Да. Трамп што е? Или и левичар и десничар, зависи како ќе не знам, јас збунет едноставно со оглед на тоа како настапуваше пред изборната кампања и сега е апсолутно нешто што не може се препозна, нели? Така интересен е сега, златна картичка со пари да дојдат луѓе богати кај нив и кои што се со квалификувани, со силни квалификации за да го засили своето општество и тие ќе плаќаат за да влезат во Америка. И после вели, тоа значи ги мотивира оние што се богатите да дојдат во Америка со пари. После вели тие пари ќе влезат во американскиот буџет и ќе ги дадеме на сиромашните. Ај сега. Апсолутно, тие пари како ќе ги дадат на сиромашните кога самата држава нели со години се има проблеми и дискусии, дискутираат во однос на здравствениот хелт систем таму, што нели се разликува од европскиот и каде што луѓето се обидуваше Обама Кер на времето да направи се нешто. Се повеќе луѓето се дефинирани, се детерминирани дека треба да се менува тој дел и дека веќе не е издржливо. Така да стварно таа политика на Трамп не можам да коментирам како тие пари ќе дојдат кај граѓаните кога луѓето во Америка, во Европа не е тој случај, меѓутоа луѓето во Америка буквално се загрижува за некои елементарни работи што се веќе придобивка не само на 20-тиот век, сега веќе се разговара, така да тоа е голем нерегрес, тоа е стварно што на некој начин луѓето ги става во една ситуација каде што или мора да се мобилизираат на некој начин политички, да ги сменат тие работи или тие работи ќе се истераат на тој начин што ќе биде голем проблем. Марија Арсенкова, франкофон, француски лингвист, имаш и проблеми поради тоа што си франкофон тука, заради францускиот предлог, заради Макрон, заради... Да студирам француски. Во најлошото можно време одбрав француски да студирам, дефинитивно. Полошо би било бугарски да... Па искрено првичната идеја ми беше да студирам македонски, и ако се сеќавате во тоа време Груевски сакаше да ја затвори катедрата, затоа што немало доволно студенти. Па и сега нема доволно, ама дават стипендии. Страшно, какво е решението да се затвори катедрата зашто нема доволно студенти? Да не се изучува мајчиниот јазик во државата, да не се изучува на универзитетско ниво. Страшно нешто. Јас кога го слушнав тоа си реков, окей, ако е ваква ситуацијата, јас нема да имам за леп, нели, морам да сменам идејата, да сменам насоката. Мотивацијата да се запишам македонски беше поради тоа што бев свесна. Еве, јас, например, уште во средно бев една од тие што викаш, јас нема никош да си одам од овде. И тоа е нашата должност како млади луѓе. Ние не можеме да избегаме од одговорноста што ја сносиме за ова општество. И не можеме да си го бараме спасот само за себе, како што вика Анастасија, чарето да си го најдеме за нас, да си го гледаме ние нашето. По себешни така. Да. Туку ние сме генерацијата која што мора да свати својата улога историска и да преземе одговорноста, да биде доволно храбра. Сега, да, не беше тоа многу популарно мислење и моите врсници, но во секој случај јас останав тука. Го сменив планот за студиите, а
тоа што не го кажав беше дека мотивацијата да студирам македонски беше поради тоа што сфатив во средно и веројатно и од основно веќе дека колку малку ние се ја познаваме сопствената култура, сопствениот јазик, колку малку ја цениме под тој силен наплив на културната хегемонија на Америка, пример, колку ние сме изгубиле целосно допир со нашите корени, постојано сме под импресии од американски филмови, американска музика, американска литература. Младите денеска не знаат да се изразат на македонски воопшто. Зборуваат меѓу себе на англиски постојано. И дали зборуваат кратко? Не можам да ги зборуваат, меѓутоа сето тоа е на и тоа нели баш оној американски англиски. Така што јас некако уште тогаш сакав да пружам отпор на тие тенденции за хомогенизација една на светот, затоа што тоа е хомогенизација. Ако сите култури се претопат во една на доминантната култура, тоа се губи целата разноликост, целата убавина на човештвото. И сакав да се залагам за нашата култура и за развојот на нашата култура. Но кога чув нели за плановите, иако тоа не се случи, сепак решив да променам насока и отидов да учам друга империалистичка култура. Значи малку грешка очекори тука. Сега што е работата? На студиите сепак бев многу посветена студентка и многу бев заинтересирана за јазикот воопшто како феномен. Значи не само конкретни филологии, туку човечкиот јазик, мислам дека ја крие тајната на универзумот. И дека го немаме воопшто разбрано до крај како функционира, како настанал. Значи е многу голема мистерија се уште во лингвистиката сето тоа. И сега сум изгубила допир со тие теории, тоаш бев многу во тек. Во секој случај сакам да кажам дека како со сите тие мотивации и се тие причини, бев доста посветена студентка, доста успешна и ми понудија да останам на факултетот како библиотекарка, бидејќи во тој момент баш се пензионираше библиотекарот кој што таму бил цел живот, значи од Југославија, од формирањето на катедрата. И тоа беше голема, пак ќе кажам, голема одговорност, бидејќи човекот беше институција, нели? И сега ми рекол, окей, ми го представија тоа како една многу убава можност. Да продолжиш со магистратура за да можеш да бидеш професор. Запишав магистратура по применета лингвистика, сето тоа така беше мојот план, до тука течеше како што треба. Мислам се реализираше. И ми ја понудија таа можност, јас реков супер, меѓутоа ми рекоа ние нема да можеме да ти платиме ништо за тој ангажман. Јас прашав како, ми рекоа волонтерски. Да, ќе волонтирате, ама тука ќе бидете блиску до сите овие можности, нели ако се отвори простор на катедрата за кадар и така натаму, ќе бидете прва што ќе знае. И тука на тоа некако ме купија за жал. И јас се нафатив да работам волонтерски, една година работев волонтерски како библиотекар. Без никаков хонорар, без никаков хонорар. И што се случи? Барем автобус со јас го финансирав факултетот. Си купував храна, си плаќав превоз, значи јас го финансирав факултетот. Тоа беше ситуацијата. Сега, какво објаснување ми даде во тој момент од катедрата, дека всушност што се правело кога некој ќе се пензионира на овие високообразовни установи, Министерството за финансии кое што ја прави систематизацијата на работните места, го брише работното место од систематизација. И сега замислете, има ситуација во која што катедра по книжевност нема библиотекарка како работно место. Тоа е, мислам, апсурдно е, најмал збор што може да се каже за тоа. И тоа беше објаснувањето што ми го дадоа. Јас реков, добро, ама ми рекоа работиме на случајот. Ке издействуваме да се отвори работно место. Во ред и покажав некакво трпение и ја работев исто така и таа работа многу сериозно и посветено. Се додека не разбрав дека воопшто не се прават тие напори реално. Да, дека тоа се нели некоја приказна што мене ми се кажува. И кога се обидов, нели јас понатаму инсистирав, ми рекоа немаш соодветно образование за таа позиција, не си студирала библиотекарство. И имаше Народната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски, секоја година го прави тоа, организира сертифицирана обука за библиотекари, бидејќи ние немаме 4 годишни студии, но има некаква обука. И јас реков, добро, дали може факултетот да ми ја покрие оваа обука, тоа што некои 100 евра беа во прашање. И ми рекоа, не можеме да најдеме легален начин, бидејќи не сте наша вработена. А ова што доаѓам сега на работа, значи е крајно нелегално во тој случај. А за тоа наоѓате како да се покриете. Дури да волонтираш некаде, тоа е ограничено до 3 месеци и после веќе мора да остане без тој курс за библиотечна дејност. Никаков курс не да бев. Има и закон за волонтерство и тука има апсолутно услови како и работно време, тоа на некој начин. Во никој случај не сме волонтерот да биде во зија. Не знам немало кој да ја посоветува Марија, па Митрева Илинка, Бог да ја прости, она беше познат франкофон и залагаше таа лично многу за мене. Па кога стана министерка за надворешни работи, можеби таму можело
А тоа француски беше што пред знае. моето време, ама сакам да пред- кажам. аха. Да, јас имав многу добри односи со неа, многу се почитувавме меѓусебно и таа многу се залагаше, меѓутоа веќе беше пензионирана и моќта и беше ограничена. Затоа што колку значи тоа кога некој кој знае добро јазикот на одредена држава, на кога доаѓаше Берлускони, оној италијански, нели, знаеше ми треба. Само со неа речи си да разговараш тука во влада кои ги правеа тие пресконференциите. Затоа што прво жена, второ го разбира и го зборува јазикот на Берлускони. И тоа е, не знам тоа, нашите политичари треба да го имаат во предите. Значи не знаат англиски јазик. Кој не. Па многу од политичарите прво почнат од Како имат сертификати на валат државата. сега, не, како може да не знаат. Значи да почнеме од како не представува нашата председателка во пошироката јавност, односно во светската јавност, навистина засрамувачки. Значи, познавање на јазик B1 ниво, англиски јазик, а си председател на држава, каде што треба да комуницираш со сите светски лидери. Мислам дека тоа Добро, Само сега, среќа тоа беше најголемиот ако проблем. биде основен, не бираме преведувачи, политичар е нешто, не мора, Така е. треба, убаво е да знае. Уште тоа е голем плюс. Ама сега, Ама барем и ако не знае, тогаш да се побара преведувач кој што вистински ќе ги преведе мислите, бидејќи многу често има ја утнуваат и со преведувачите. Она многу често има гафови кога пробува да склопи реченица на англиски јазик и затоа не представува многу несериозно. Јас ке ценав она да се разговараше на македонски јазик и да си има преведувач кој што нели во темел ќе ја преведе како што треба. А вака Францускиот јазик е во дефанзива сега. Втор јазик, прв јазик англискиот, втор е шпанскиот, така како Да. стојат, па кинескиот сега или Да, францускиот јазик губи на популарност одамна. а порано бил јазик на дипломатијата. Каква дипломатија, јазик на колонизација бил, мислам, дипломатија. Тоа се Па во тие дворови Тоа се тие еуфемизми што ги користиме, нема врска, едноставно тие го јазикот насилно го наметнале во сите своји колонии и ги стиснале локалните јазици и ги уништиле. Така што јазикот на дипломатијата, значи која е моменталната империја? И тоа е јазикот на дипломатијата. И руски едно време бил јазикот на дипломатијата. Значи едноставно е која светска сила моментално ги влече конците. Е сега, да се навратиме на мојава приказна, сакам само да докажам, да, затоа што всушност тоа што се случи на крајот, јас добив после тоа некакви пари за тоа што го работев, меѓутоа беше за работев и со студенти, држав часови по современ француски. И тука некако успеа малку исто така да ми го ублажат, да речеме, гневот, па еден семестар работев така и за тоа добивав пари, добивав 4000 денари месечно. Така што, нели, ама не беше веќе нула, така имаше малку некако подобрување. Се додека и наредната година академска, јас продолжив да одам без пари во таа библиотека. Јас планирав да останам таму и тоа да го правам. Се додека не ми кажа всушност луѓе што беа на мојата страна од катедрата и што беа други млади луѓе кои што разбираа мојата ситуација, мојата положба, дека воопшто никој на катедрата не ги знае дека јас за таа работа не добивам пари. Дека тие луѓе се изманипулирани таму да мислат дека јас сум редовно вротена со примање си за тоа, дека никој ствари не води никаква битка за мене во моје име. И дека само се гледаат да искористат бесплатен труд на млад човек. Така што баш таа година, кога конечно си заменав од катедрата, се славеше 80 години од основањето на катедрата. И беше многу страшно, беше на голема иронија за мене, многу тешко ме погоди сето тоа заради тоа што се собрале тука некои луѓе, нели извикани еминентни професори што ги спомнував малку преска со стварно искуство за себе и што оставиле некој белег во науката и сето тоа. И никој не зборува за иднината. Океј, таков е поводот. Тука е во цвира спомни како било порано. Така, и во ред тоа е поводот. Ние славиме сега веќе еден сериозен јубилеј. Меѓутоа, што понатаму, тоа е второто прашање што се наметнува на тие денови. И јас во тој повод, всушност, по тој повод ја дадов мојата оставка, за да направам некаква да покажам некој став и да малку да ги замислам. И се замисли. Таму. Па сега има отворено работно место и моја колешка работи веќе со години таму и затоа Не конкурираше кој го отворија тоа? Никако. Не, или беше пазарено така? Никако. Не беше пазарено, си беше регуларно во случајот, но јас немав намера да се Изгуби вратам веќе таму. мотивација. Изгуби. Не се обрати до француска амбасада нешто, они се доста активни. Франкофонијата функционира сепак. Не барав толку многу решенија, бев крајно разочарана од системот. Така и тука почнав станувам малку посвесна како тоа се всушност функционира и дека тоа што го учиме, макар и по политички науки или по граѓанско образование во седмо оделение, дека нема никаква допирна точка со реалноста. Тоа е само мртво слово на хартија. И ни се кажува дека тоа ние треба да го образованието како да ве чуваат во инкубатори, после кога ќе ве пуштат надвор, Да. немотни сте, Баш така неспособни. е. Баш така е.
Баш така е. И ова што го кажа Анастасија, колку е важно да се поврзе теоријата со праксата, што воопшто не се прави во нашиот образовен систем. Како и да е, зборот ми беше дека од тогаш натаму јас постепено се повеќе се разочарував во идејата за некаква кариера, затоа што сватив дека каква кариера и да пробам да изградам, ќе треба некако негде да се искорумпирам. Како наставник во средно или не остана веќе Тоа да не француски? правиме муавет. Тоа да не правиме муавет, интересно невозможно е да се влезе таму ако не си верен подржувач и нели лепаш на плакати или сето тоа. Јас не сакам да ги тие луѓе Сега што мислам го дека има прават. обратни правци, обратни се ситуациите. Сега Обратни недостасуваат многу наставници. Платите се тука Недостасуваат, проблем. затоа што На македонски не запишуваат, на француски не знам дали има студенти, хемија, Не им физика. даваат решенија многу често. Да. Значи ти ќе работиш и после тоа нити го продолжуваат Привремено. со привремено Па решение како ќе најдат, ќе останеме без наставници? Кој ќе ни предаде математика? Ќе останеме Ама без тоа- се. без- Наставници и доктори, ништо нема да веќе да функционира. Значи целосен распад се случува. Еве сега ќе ве кажам, јас работам во социјална заштита, нели, за лица со попреченост. Тоа е и- под Министерството? Да, под Министерство за труд и социјални социјал, работи. 2019 година мислам дека е изгласан тој закон. Немаме негователи, немаме лични асистенти. Значи немаме кадар кој што ќе пружи помош на најранливите групи од нашето општество. Нема заинтересирани или недоволно се вреднува тоа, не се плаќа, Не се вреднува се бара партиска апсолутно. книжка и таму. Не се вреднува и што прави нашата држава како грешка. Во Министерството за образование има верификувана програма за образование за возрастни. Тоа значи дека вие, јас може да се запишаме на обука за неговател. Но што прави грешка државата? Не ги обврзува овие личности дека по завршувањето на обуката кое што државата ја плаќа, да останат да работат во државата. И сега ние како здружение ја даваме таа обука, јас давам сертификат и оние Разбирам, го учам земат за неговател и сертификат одам во Германија и си работам, одат го во признаваат. Германија. И сега јас повторно имам недостаток на кадар и поради недостаток на кадар, нели вие почнувате да примате многу пониско квалификувани лица само за да можете до некаде да ја дадете таа услуга. И многу е разочарувачки, јас во овие 2,5 години од кога сум вработена во овој сектор, јас имам остарено 50 години, бидејќи на вистина брчките мислат тоа. Затоа што соработувам на дневно ниво и со Министерство за труд и социјала и со центрите за социјална работа и гледам дека таму никој не се замара да ја подобри оваа ситуација. Сега во тоа министерство е и младите се така, демографија и млади. Да, и А трудот отиде во економија, сега се така беше. Да, и видете сега колку они како Министерство се залагаат за младите. Значи, колку програми имаат Министерството за млади и спорт и што се искомбинира, за младите специфично, каде што нели ќе им помогна да се насочат во ова општество и да помогнат на ова општество. Нула. Да продолжиме со Кочани, дискотеката Пулс. Тоа е поводот зашто сте тука, вашиот активизам. Вие први почнавте со протести уште пред да се случи големата трагедија во Кочани. Се случија сообраќајни несреќи, загина на Партизанска, Бог да ја прости, Фросина Кулакова, и тогаш се организиравте. Првите ваши протести беа многу масовни. После тоа еднаш се случи некој пресек, некој ѕид. Можете ли тоа како кој е следен да го објасните? Дали некој ве злоупотреби, ве употреби? Дали некој ви врши притисок? Дали вие самите свативте дека погрешни ви се чекорите што ги правите и дека може било која политичка партија да ги употреби, да ги злоупотреби? Дали тогаш се соочите со реалноста, апропо тоа со инкубаторот што го зборувавме? Вака. Значи, ние првично многу ентузијастично се соправме, нели, многу спонтано. Првиот протест кој што се организираше беше навистина спонтан протест. И од таму, нели, се собравме ние како група, го имавме првиот состанок, почнавме да действуваме, многу често имавме заедно состаноци, значи почесто ги гледав овие луѓе, него што ги гледав моите родители. Зборуваме за која загина Кулакова. Да, збориме за тој период. Ние нормално знаевме дека мора ние како млади, посебно затоа што почина, загина млад човек од рацете на друг млад човек. Мислам дека ова е исто така многу битно и видовме нели како институциите потврлале со работењето со овој млад човек кој што на крај уби девојче. Што се случи?
ние нели почнавме да ги организираме протестите, туку имаше многу голем гнев во јавноста нели од која искочи дека не бил казнуван Васил и така натаму. Имаше еден таков моментум, но нормално дека кога има отпор не одговара на системот, односно не одговара на повисоките власти. И они Првин почнаа ве да поддржува, мислејќи дека ќе насочат тоа кон судството, кон обвинителите, постоја сватија дека можеби прават грешка, дека тоа може да им се врати како бумеранг. Они сватија дека ние не гледаме кривица само во судството. Ние гледаме кривица во системот како целост. Значи, апсолутно секоја институција беше ставена на наша мета. И тоа не им одговараше, бидејќи судскиот совет има они зашто да го променат тој судски совет, за да си ги постават нивните кадри. А за другите институции, каде што веќе имаше нивни кадри, не им одговараше дека ние збориме и против тоа како работат тие институции. И сега што се случи, они почна со многу добра пропаганда, значи со платени политички ботови, со секакви коментари, значи не знаете какви коментари сме виделе за девојчиња од страна на некои познати новинари кај нас. Дури има тужба пуштана према Миленко, можам да го кажам, многу ми ја гајле, Миленко Неделковски, заради најгрдите зборови кои што ги имаш употребено за една активистка од која следен. Значи, они активно почна да се работат. Сега, каде не пукаа во колено, кој што би се кажало, на почетокот ние ја имавме довербата на семејството на Фросина. Ние константно бевме во комуникација со нив и они видоа дека ние искрено, значи јас сум споделила многу преградки и солзи со сестрата на Фросина и не знам како они успеа да го злоупотребат ова семејство за да свртат јавноста против нас. Потоа имаше и случајот со Теодора, каде што семејството на Теодора исто така искочи против нас, иако ние на секој протест, кој што може да се каже дека бил за Фросина, ама беше за сите жртви од овој систем. Они искочија исто така и кажа некои работи против нас, иако ние никогаш не сме имале контакт со нив. И може да кажеме дека апсолутно поради тоа многу голем дел од луѓето се разочараа, ама ова може да наврати на момент на шарената револуција. Затоа што многу од младите кои што учествуваа во шарената револуција, не само млади, зборам тогаш стварно цело општество и та може да кажеме дека како измамени. Да, се чувствува измамени од шарената револуција затоа што беше злоупотребена и сега нас не класифицираа како новата шарена револуција, бидејќи со таква сила влеговме и нормално луѓето се исплашија дека повторно ние сме некои кои што сакаме да злоупотребиме. Мене ми е многу смешно зашто кога се и не вика, нели, шарените и така, шарената револуција која се случуваше, јас сум имала 14 години. Значи, Добро, има боени, портокалови, шарени со следното. Да, нормално и значи напорно се работи на подолба, нели. Чи прво бевте добри, после одма станавте СРСМ, левица. Апсолутно. Се обидуваа да се закачат другите, знам дека и со левици имавте, не ги примавте. Значи вака, ние на првиот состанок, членови ли сте на партија? Не, апсолутно. Не. Значи, ние првиот состанок Што они лепрозни сте, не сакате да влезете тамо, не? Што? Па јас лично немам амбиција да бидам член на политичка партија, ниту сум имал претходно. Така да и не гледам начинот, односно не гледам начинот што би постигнал со тоа. Мислам, знам многу е кај нас многу општо познато дека самата вака партиска... некој би рекол дека сте најди, вака како ќе промените, ако не влезете внатре. Ама ако влезете внатре, па може да ве униформираат, да ве унифицираат. Говорите, не мора, ако сакаме да влеземе внатре, не мора да влеземе преку СДСМ или преку ВМРО, така да можеме по наша собствена иницијатива секако доколку да формирате нов субјект. Да, секако тоа е апсолутно многу рано да зборуваме, меѓутоа. Па отворен е просторот за трета опција, ама нема кандидати, нема. Просторот веројатно бил не само сега, и претходно отворен, меѓутоа сепак за да понудите нешто треба стварно да бидете треба стварно да изградите на некој начин ајде да речеме бренд, така? Да. Што стварно луѓето ќе го препознаваат. Сепак ја не можам да дискутирам конкретно за ова и да навлагам. Меѓутоа кој следен, мислам дека луѓето јавно се знае кој е улогата и која беше улогата на кој е следен и апсолутно
Мислам дека повеќето од луѓето знаат дека не сме поврзани со некоја политичка партија. Ако имало некои што биле партиски ботови, можеби не сте ги препознавале на почеток и од СВСМ, од ВМРО и од Левица. Сега тие си отидоа. Може да ви кажам? Да. Значи првиот вистински состанок кога го имавме, ние имавме покането групи, значи од сите групи. Значи ги имавме и дуњашите, анархистите покането, ги имавме патриотско друштво, Боемот, значи оние ултрадесничарските, невладен сектор. Значи апсолутно ние решивме дека кој следен ќе биде едно збиралиште на сите различни групи од општеството, за да се бориме за заедничките проблеми кои што ги имаме. Проблемот беше што никој од тие не сакаа да се приклучат со нас. Односно, не дојдоа на ниту еден состанок, Левица имаа неколку обиди да не да се инфилтрираат, односно да не го оцрнат движењето со некои од работите кои што ги правеа. И ние затоа рековме дека константно ќе алудираме на тоа дека ние не сме поврзани со ниту една политичка партија, ние константно критиката ни е кон сите политички партии. Зашто они сите го дозволуваат ова. Пратеници има од секоја политичка партија во собранието. Еве сега на последната анкетна комисија за Кучани имаше представници од сите политички партии и апсолутно на сите говорите им беа горе-долу исти. Левица може повеќе збореа за етникум, јазикот, така натаму. ВМРО си се фокусира на тоа колку се лоши Левица и СДСМ се фокусира на тоа колку се лоши ВМРО. Значи, апсолутно немаше ниту еден момент каде што они баш се фокусираат на самиот случај како случај, така да можеше да видиме дека они сите се исти. Значи, демагози. Да. Значи, само си ги одржаа нивните политички говори и апсолутно никако не ја ни допреа темата за која што бевме собрани. Како се однесуваше граѓанскиот сектор, другите? Граѓанскиот сектор сватија како конкуренција или ви се придружија, ви помогнаа? Ни се придружија. Значи ние сме заедно со сите други здруженија. Сега кога се случи фемицидот врз Русица, ние се споивме заедно со феминистичките организации. Потоа со Стоп за Вардариште исто така ги поддржувавме. Спас за Душница. Значи Грета дојде, нели? Не само што дојде Грета, например, јас одев скоро секој викенд на Душница. Многу секој од нас индивидуално, Марија е вклучена во протестите за Палестина. Дошница таму беше за мини хидроцентрала, требаш спорт лайф требаш да ја прави. Да. И исто така за сечата во селото Љубојно. Да. Исто така е таа иницијатива локална што се... Значи, може да ви кажам, на сите протести сме тие шака свесни луѓе. И затоа не можеш да се скараш со тие групи на луѓе, затоа што едноставно знаеш дека тие сте тие и мора заедно... Ви приоѓаат овие против кои што протестирате, затоа што и таму се интересни ситуациите. Има конкуренција, па едни се вадат информации, се пласираат дека конкуренцијата ве плаќа вас, некој друг што така и сородниците. Може да кажам, значи многу е смешно тоа што они мислат дека кузна колку финансии треба за да организираш еден протест. Например, сега за последниот протест јас организирав татко ми, кој што го возеше озвучувањето ни го дадоа со попуст, затоа што, односно го плативме 3000 денари, затоа што знаа за каква цел ни треба. За има камери, добри луѓе сепак. Да, значи за камери колку пари ви требаат. Мене затоа на почетокот кога се појавивме и кога збореа дека сме финансирани од Сорос, мене не ми беше јасно Сорос зашто би давал 100 евра. Зашто би давал 100 евра, например, и сите тие пари исклучеле од наш џеп. Значи, например, за последниот протест кој се организиравме, јас последните пари си ги дадов за озвучувањето. Значи, и многу е апсурдно и навистина боле кога сите работиме повеќе работни места за да можеме да бидеме паралелни активисти. И навистина е многу болно кога така некоја тетка Жане на Facebook ја пише: "А вас од кај ви се парите? Колку пари ти требаат, Жане, за да напишеш еден хамер?" Мислам, и затоа кога да зборат дека сме финансирани, јас само ви кажала, гледаме тие што се многу финансирани како постапуваат према системот. Ние немаше да го критикуваме системот, нас никој ако не финансираше. Марија, кој е твоето искуство? После тоа следува периодот Кочани. Имаше протест што беше достоинствен. Првиот ден на плоштадот се вклучивте, после тоа нагло прекина.
зошто се случи тоа. А дури и новинарски беше поинаку покриен целиот настан. Делумно може би беше тоа поради трагедијата, тагата, меѓутоа делумно мислам дека беше и поради активирање на политичките прсти заради тоа што никој не сака протести. Правеа паралели со Србија. Нови Сад, со Белград. Да. Мислам дека едно Тоа беше тежок од удар. првите ваши барања беше, може би заради тоа, од првите ваши барања беше целата документација како во Србија да биде таму се мача, ама објавија, мислам дека 90% од документацијата за Нови Сад е објавена кај нас. Никој не го прифати тоа. Записници од инспектори, тоа би беше основната бар. Постојат тие записници затоа што не се вршеле инспекцијски надзори. Ета затоа. Затоа не можат да извадат документација Треба зашто да ќе треба сега, фалсификуваат. ќе треба да фалсификува. Тогаш имавте ли притисоци или настапија веднаш после првите, вторите протести со Кулакова? Сакам да одговорам конкретно на ова, кога се случи најголемиот пад или кога се засилија најмногу нападите. Се засилија според мене, може да кажете и вие како го сваќате тоа, кога ние излеговме со пораката системот е следен. Тоа беше друга порака од кој е следен. Кој е следен е порака на страф, кој е следен е порака на загриженост, на мислам буквално на параноја, малтене, затоа што не се знае кој е следниот што може каде можеш ти се да загинеш во земја. Да, ама после тоа веќе се разгневивме, значи излеговме од тој страф, излеговме од таа тага и рековме, окей, не, знаеме каде е проблемот е во целиот систем, значи онако што целиот систем функционира. И тоа беше најмасовниот марш. Значи најмногу луѓе во Скопје маршираа за пораката системот е следен. Системот се исплаши. Сега на системот беше рео да се плаши. И ама за жал имаат многу поголема кондиција, многу поголеми средства, многу поголеми структури, многу повеќе Почна пракса. јавување притисоци тогаш? Почна притисоци, да, и така со јавување, но и преку медиумите, како што кажувате, се сеќавате, излезе една излажирана снимка од состанок на македонските и српските студенти, каде што логото на кој следен беше намонтирано во кјошето, како боже, тоа е под покровителство наш или кој знае како, ние воопшто не сме биле дојдоа дел тие, како и во вика, координација. Канвас, за нив зборите, да, демекони, Работата беше што вие сте нивни. што се случуваше? Се почна да се тера таа реторика за дестабилизација на државата, како с државата да е стабилна, како да е стабилен животот, па сега ние ќе го дестабилизираме животот во оваа земја. Освен тоа, имаше и во кој е следен голема како да кажам, предпазливост во однос на асоцирање, да речеме, со студентите во Србија, да се изрази поддршка за нив, бидејќи не бевме сигурни како тоа ќе делува. Иако се инспириравме од нивните барања и нормално научивме многу од нивното искуство, тие се наши комши, тие се наши врсници. И беа Почна доста попреку успешни. да ве гледаат, вие сакате да одма партиите се врзуваат државнички со Македонија и вие сакате Македонија да Ете, не ви е така. гајле да. И тука исто така тоа што особено послужи тој напад беше да се разнебити самото студентско движење кое што беше во зародиш кај нас, значи имаше неколку обиди младите се организираат после Кочани и ние како кој следен рековме, окей, ќе го држиме моментумот додека треба, додека младите имаат време да се консолидираат и после ќе го препуштиме на нив водството. Значи, почна беше нашата идеја. притисоците после првите неколку протести, или вие свативте дека може би сте манипулирани, употребени, после собракајните несреќа. Не бевме ние Ама ние не манипулирани. бевме. Работата беше што, да, перцепцијата на јавноста беше изманипулирана за нас. За тоа, кои сме ние, што сакаме да постигнеме, со кого соработуваме. А ние меѓусебно и внатрешно точно знаеме со кои се гледаш во очи, точно знае со кои соработуваш и апсолутно никој од внатрешноста на кој е следен не манипулирал со ниту еден друг човек. Добро, после тоа, после Кочани, одржате исто така со говори на плаштарот и прекинавте. Свативте дека Не, знаете што е? Навистина големи беа истрпувачки, притисоците. навистина истрпувачки искуството да организираш еден протест. или се После- исплашија, народот се исплаши, почнаа да не излегуваат, Не. секој некако е поврзан со Знаете со што, одредена ние рековме дека партија, ние со ќе ги одредена- поддржуваме маршовите на родителите кои што се случуваа Да. во Кочани. Ние како кој е следен, секоја сабота организиравме превоз за луѓе од Скопје кои што сакаат да одат да поддржат. Ние И дури како од кој е други следен градови имаме после, да. од 30 маршеви имаме до сега 32, извине, имаме над 20 маршеви посетено. Значи секогаш имало некој од нас кој што е таму. И ние сакавме да насочиме нашата енергија кон тоа да ги поддржиме родителите.
они локалното каде сакаат население. да маршираат под нивните услови, затоа што не сакавме да испаднете како што не класифицираше централната власт некрофили, некои кои што ја користат оваа трагедија за да добијат политички поени. Какви политички поени може да добие една граѓанска иницијатива? Мислам, што можеме ние, нели, не сме ние партија финансирана од државата за да ни трепаат тие политички поени на нас. И поради тоа ние нашите напори ги насочивме кон тоа. Сакав да кажам дека за да организираш еден протест, нас секој дневно на профилот на кој е следен ни пишуваат луѓе, ајде организирајте протест за ова, организирајте протест за она. Барам многу. Јас за последниот протест кој што се деси, јас со несвестив после говорот, затоа што едноставно од толку многу стрес, од толку многу товар кој што носевме, мораше да искочи некако тоа. И ние логистички не можеме да издржиме секоја недела да организираме протест. Тоа треба исто така, оние луѓе кои што ни предлагаат зашто да протестираме, исто така и оние да се активираат. И ние затоа на сите тие луѓе им викаме, земете, започнете своја иницијатива, ние ќе ве поддржиме. Имаше ли конкретни притисци, јавувања или се Значи, сведуваше на напади преку социјалните мрежи, преку Имаше ботови? јавувања од страна на АНП. Да. На одредени Да, членови имаше од кој е за следен. Анабас да ја викат на информативен разговор. На информативен Да. пријателски разговор како што го класифицираат они, ама не Отидовте? директно. Не. Извинете. Не, Нормално апсолутно дека не, не. бидејќи ние немаме должност да одиме и да Апсолутно одговараме. Сите протести биле уредно пријавени во полиција, значи навистина ние секогаш пред секој протест нагласуваме дека ние нема да толерираме никакво насилство, говор на омраза и така натаму. Затоа не се осеќавме дека ние нели сме некои криминалци кои што треба да разговараат со Агенцијата за национална безбедност. Мислам. Протестот што беше во Скопје, првиот на родителите од Кочани и родините, помина многу малку луѓе, дали тоа е греф на сите граѓани во Скопје, кои што не ќе речат во екот на работен ден, не знам, мислам, не е тоа никакво оправдување. Меѓутоа вториот пат се почувствува таа можеби и организираност од ваша страна, ама и голема спонтаност, луѓето се приклучуваа. Да, мислам дека апелите кои што ги имаа родителите навистина допра до сите кои што имаат емоции во оваа држава. Значи, мислам дека веќе луѓето гледаат дека овие родители нема да се откажат, искачаат секоја сабота. И мислам дека затоа кога дојдоа во Скопје рекоа, сега ова е моментот каде што ние може да им покажеме дека сме тука за нив. Исто така, пред да се деси овој последен марш, за 6 месеци од Кочани, ние организиравме меморијал на плоштад. И на плоштадот имаше околу 2000 луѓе, јас би кажала. Имавме кутија каде што требаа да пишуваат пораки кои што родителите ќе ги читаат. Јас бев таа која што беше задолжена да ги прочита сите пораки што биле напишани во кутијата пред да им ги дадеме на родителите. Значи такви прекрасни работи, такво соживување од страна соограѓаните. Мене што многу ми се допаѓаше, сите подпишани со име, презиме и телефонски број. За помош, За помош, да. И навистина од сите тие пораки имаше неколку што беа само лоши, ама окей, тие ги тргнавме. Родителите моментално ги имаат испратено сите тие писма да ги пластифицираат за да си ги стават во нивната канцеларија. Здруженијето каде што има. И мислам дека тоа нели испраќа една порака дека на овие луѓе навистина им е потребна поддршката. Има една многу тажна, многу грда, ако е до крај тоа точно, макар што родителите кои што им биле гости, понекогаш така срамежливо ќе кажат дека ги избегнуваат. Некои можеби затоа што нелагодно не знаат што да им кажат, како да се однесуваат со нив. Меѓутоа, некои реакции одат во една Каде што ги обвинуваат. крајно нечовечка насока, да почнат да ги обвинуваат нив, дека они се кошничари, дека они се против развојот на Кочани, дека Значи, дали вие така некојаш сте се почувствувале во оваа тие? риторика ја искрено, значи Реакции. навистина владеачката партија ја бутка, особено во моментот со парите, кои што треба нели финансиската помош да се даде на овие родители, ги направија луѓето да личат дека можат да стават цена на животот на нивното дете.
Односно, директно премиерот ги праша колку чини животот на твоето дете. Епа кога од највисокиот Добро, дел, него значи, бранам примерот. Ајде да речеме дека повеќе на невнимателност, несмасност во изразот. Да, ама тоа испрати многу силна дека тоа порака. го чувствува. сега дехуманизираат Не знам, се тие сигурно има луѓе. советници кои што треба да му Сега кажат. да ве кажам. И последната изјава сега после парламентот. Дека треба не да се слушнав- забавувам. Не, после тоа беше тоа. Не слушнав ништо ново. Може би треба да каже сочувствувам. И Страшно, самиот страшно. факт, сакам да се страшно. надоврзам што кога беше постојаната анкетна комисија. Не пред сакам да 2 верувам дена, дека премиерот е нечувствителен, дека ама треба да внимава секој што Апсолутно. зборува од тие што се носители на Некојаш мали врвни знаци. функции. Значи, ама и самите претендичката Иванка не дојде на нас и не кажа овие родители кои што беа тука денеска, они се различни од другите родители, затоа што нормално и во самите Успеа да ги поделат и самите да, успеа и нив да родители. ги поделат, да. Овие се Вика, со опозицијата, овие што се овие тука се- денеска, овие тука се за пари. Епа сега, кога некој пратеник, значи не знаете колку е трагично тоа, две мајки го слушнаа тој коментар. Зашто они дојдоа да се поздрават со нас пред да се заминат и они го слушнаа тој коментар. Како е сега ти, како мајка која што го изгубила своето дете, некој да те целата твоја борба да ја стави само на тоа дека ти бараш пари. И па, еве тоа сакам да се надоврзам баш на овој Ова момент. веќе зборувате за тоа што се случи во парламентот. Една работа е тоа што на телевизија, Да. на стримингот можеше да се види Извини, на Марија. седницата на анкетната комисија. Друга работа е што се случуваше пред, за време на паузата, после седницата во клубот на пратеници, во тие кулуари. Сакаше да- Само сакам се надоврзам во... Бевте сите во парламентот? Јас не бев. Јас и Анастасија бевме. Она што мене исто така многу ме смеќаваше покрај однесувањето на пратениците, што беше очигледно и дел од јавноста веќе го примети на самиот почеток и некои моменти што беа исто така што нема да ги што ги видовме ние внатре во парламентот и во ходниците и тоа убедување до родителите за разговор стварно беше многу нечовечко. Она што исто така сакам да го потенцирам тој ден на некој начин исто така се проби во однос на наративот за мигрантите. Значи на некој начин дали тоа намерно сакаше да се направи еден дефокус од постојаната анкетна комисија, зашто тој ден главна вест беше мигрантите, а не постојаната анкетна комисија. Мигрантите Сега ти си излегува дека СРСМ и ВМРО соработуваат И добро. со Апсолутно, изјава, апсолутно. па не може Апсолутно одма веднаш по заработуваат сите. анкетната комисија, премиерот кој што учествуваше на анкетната комисија да дава изјави за мигрантите. Мислам дека и да каже дека ништо ново не слушна во однос на анкетната комисија и во однос на родителите. Почнуваме веќе да им ги сваќаме игрите, им ги знаеме игрите и навистина е многу стресно и многу нелјути тоа што мислат дека можат да продолжат со тие игри, дека ние сме глупави. Тоа е навистина ме повредува, иако се плашат од нас, затоа што да не се плашаа од нас, немаше да ни ги испратат сите нивни платеници многу напорно да работат да не оцрнат. Ете нас младите. А патем бараат од нас младите да останеме во државава, бараат од нас да раѓаме во државава, да работиме во државава, да учиме во државава, да создаваме за државава. А паралелно, ете, кога ќе се побојни со тоа дека ти немаш услови за било што од тоа да правиш, ќе земат и ќе те уцрнат како некој кој што е политички платен од надвор. А тоа со анкетната комисија да го реформира една мешовита комисија, мојот став е дека можеби требаше посебно да бидат за сите овие Извини, трагачки морам да те настани. прекинам, но не. Има две анкетни комисии. Ова е постојана, знам. Да, ова е постојаната. Онаа која што они А пробуваат ова малку сега. ги измести затоа што доминираше Апасиев Да, ама тука. на оваа анкетна комисија навистина беше само специфично за представката која што имаше Сдруженијето на граѓани 16 март, односно родителите, специфично беше за таа. Но
пратениците ја дискредитираа таа анкетна комисија, зборејќи дека ете ќе има друга анкетна комисија која што наводно ќе има поголем легитимитет од И ќе оваа истражува, постојано. И ќе кои се истражува, причини. но навистина, како што кажа Буријан, кога се зборува за се зборува за ништо и знаеме дека тоа има целта, за во ништо да не навлеземе подлабоко. Зашто ти вака само да направиш ќе видиш 1.500.000 пропусти. Ето. Дали имавте проблем во таа комуникација која требаше да влезете во собранието, дали правеа селекција или не, се беше окей тоа? Во тој дел немавме, во тој дел не, дури ние добивме покана. Така да апсолутно немавме никаков однос на никакви Јас ви потешкоти кажам дека- во однос на примања. Меѓутоа сепак нашите очекувања беше дека сепак дека можна најголем процент дека таа постојана анкетна комисија нема да се случи поради кворумот. Сега се случи тоа и бевме многу стварно изненадени дека се случи, стварно дека ќе се случи, меѓутоа самиот почеток кога ќе го видите тоа беше едноставно Не беше јасно дека нема да има. сцена што на некој начин стварно не беше човечки пред се пристапот на одредени пратеници пред самите родители. Сепак тие родители се и граѓани на оваа држава. И на некој начин тука се не се без причина, туку имаат со причина се тука, конкретна причина. Не се однесуваат човечки и не се чувствува со нив, мислам, зборуваме за тоа што се случувало во куларите таму, комуникација. Па на некој начин индиректно да, имаше такви слики дека на некој начин дека сме на погрешен начин ја бараме правдата, односно правда да не очекуваме во собрание, ги знаете тие наративи, дека едноставно не треба тука да веројатно да се бара. Ве повика некој во канцеларија како што Иванка ги повика пратеничката родителите вас пред тоа? Не, тоа беше насочено само кон родителите. Да, само кон родителите, ама родителите нормално одбија веднаш. Тука беше и председателката Гордана Силјановска Тука беше и Давкова. председателката која што во ходник, буквално во ходникот кога одевме на паузата која што побара, ги молеше родителите да се сретнат со Иванка. Да. Аха, имало и во клубот на пратеници. И во клубот на пратеници имаше исто така и со опозицијата, каде што Венко Филипча проба да нуди помош на една од мајките која што и се сложи. Навистина, и што И го беше? одбија, исто го одбија. Значи, го одбија нормално, затоа што на сите ни е јасно дека тоа е само една лажна емпатија, а посебно не од Венко Филипче, кој што требаше да се сноси одговорност за модуларна болница. Затоа Оливер Спасовски имаше излагање. Тоа никаде не беше метувано, мислам дека неговото излагање. Он исто така имаше. Не изјава кратка, добро. Да, ама не беше толку актуелно, не беше толку популарно. Он збореше за системот. Следниот ден имаше он кривична за негова одговорност. Мислите дека тоа е повод? Не. Ја мислам дека он навистина немаше место и срам да му е што зема збор да зборува за системот, како до пред една година да не беа они тие кои што го правеа системот. Ке ве повикате на кои ќе почнат Мислам дека конкретните анкетни комисии? Не, мора да не повикаат бидејќи јас сметам, бидејќи родителите премногу не веруваат. И ние сме многу блиски со родителите затоа што они мислам дека осеќаат дека нашата помош е од вистинско место. И нашата емпатија доаѓа од вистинско место затоа што вистински сочувствуваме со нив и сме удале со нив постојано. Значи заедно ќе сакаат Предпоставам да присуствуваат и вие заедно со нив. Единствени сојузници се. Сојузници, да, им требаат сојузници затоа што ета во Кучани не искачаат нивните сограѓани. Дел од страв, дел од политика, не искачаат на последните маршови се околу 100 луѓе и они кога дојдоа тука на нас потоа последниот марш што беше, не знаете колку прекрасни зборови ни упатија затоа што рекоа дека овој им бил најубавиот ден во последните 8 месеци затоа што осетиле надеж, осетиле солидарност, осетиле дека нема и дека нема да заборавиме. Што понатаму ќе го следите судењето, ќе организирате нови маршови? Да. Значи ние судиме под тоа едно мото ве гледаме, дека Народниот суд гледа и дека ние активно ќе учествуваме во секој вид на отпор кој што треба да се положи. Имавте и голем транспарент, имавте, да. Имавме, да, и ќе продолжиме да вршиме притисок за да им биде јасно дека ние не планираме да се откажеме од оваа борба, бидејќи овие родители заслужуваат да видат. Имате ли
и кадровски, и колку сте екипирани, а и енергија, млади сте, би требало да имате средства, ајде, ќе се најдат некои донатори искрени, не само од странство, туку од Македонија, да го расширите вашиот активизам и на други такви случаи, на други родители, на други граѓани на ово општество кои што заслужуваат внимание. Апсолутно. Мислам, јас би испратила и тај апел, бидејќи веќе ова е јавно, би испратила апел дека навистина треба поголема мобилизација. Ние не сме голема група и треба повеќе луѓе да учествуваат за да може вистински да може да помогнеме на повеќе граѓани да си ја видат правдата за своите најблиски. Но исто така не сметам дека треба да се обединуваме само под трагедиите. Значи мора да се обединиме и да се Вардариште го споменавте, ѓубрето сега беше. Значи не само, туку треба да се обединиме дека конечно вртиме трагедии вртиме нов лист каде што ние сега се обединуваме за да го промениме овој систем вистински, затоа што гледаме дека нашите народни избраници немаат таква намера и затоа мислам дека е битно секој што е заинтересиран, може, ние секогаш сме отворени, секогаш состаноците на кои е следен се отворени за било кој да може да се приклучи. Многу е тешко кога гледаме дека овој систем стварно крахира од сите страни. Јас ја замислувам како една кофа со 500 дупки, ние само селотейп лепиме од сите страни. Ајде сега да видиме да си најдеме нова. Јас многу сакам тука да потенцирам баш за оваа поента, дека кога ова е сега веќе мој личен став, не зборувам во моментот на кој е следен, оти тие работи меѓу нас не се толку дискутирани. Но ова што го кажува Анастасија, метафората со кофата, тоа се случува во целиот свет. Ние мораме да излеземе од мантрата дека ние сме овдека некаква, не знам, некакво, еве да се изразам малку вулгарно вукојебина. Никој ништо тука не знае што прави, не се знае кој пие, кој плаќа, сите сме глупи, тупи, неупотребливи. Баш пред некој ден се возев со такси и развивме сериозна, жестока дискусија со таксистот во врска со тоа. Он ме убедува, такви сме ние, таков ни е сојот. Јас викам, како може да ми зборувате мене така? Јас сум млад човек и ви кажувам дека постојат поинакви начини, постојат алтернативни системи за кои што ние можеме да се залагаме и да се бориме. И ви ми викате, не, ние сме во душата расипани. Како може да, мислам, што очекувате после тоа од младите луѓе овде да си мислат и како да не сакаат да избегаат што подалеку од расипаниот сој. Значи, сакам да кажам, реториката дека оваа наша држава се распаѓа, мораме да имаме, да ставиме во поширок контекст, да видиме дека целиот свет се распаѓа. Целиот свет е под закана од климатска криза, целиот свет е под закана од нуклеарна војна, целиот свет е под закана од вештачката интелигенција која што ни узурпира целото знаење, сте вештини и ни ги продава назад за пари. Сега, а не наплаќа авторски права. Ете така, значи буквално човештвото целосно е експлоатирано. Сега веќе не само, значи не човештвото, целиот жив свет. Целиот живот е експлоатиран од страна на системот. И тука сакам да го именуваме, бидејќи се плашиме да го именуваме се уште. Зборот на К. Системот е капитализам. И кога кажуваме за како можат тие луѓе да помислат дека за пари родителиве ќе отстапат од своите вредности, ќе отстапат од својата болка, ќе ја заборават. Заради тоа што тоа е системот на размислување. Не е системот само бирократијата, не е системот само кој на која позиција е, па сега еве, или лидерите, вие како што кажувате, нас ни треба добар лидер. Не ни треба добар лидер. Имало многу лидери, сме го имале Тито, сме имале добри лидери. Но што се случило? Повторно сме завлегле во истиот циклус, каде што одредена мала група шака на луѓе се богати за сметка на целото друго општество. Така што не ни треба лидер, ни треба колективно лидерство. Ова што го кажува Анастасија, што ги повикуваме луѓето сега да се ангажираат на оној начин што можат, на оној начин што сметаат дека треба. Стоп за Вардариште се случи пред мојата зграда. Луѓето веќе им дојде пред зграда борбата и тогаш веќе, како да ви кажам, срамота е да не се излезе. Добро, Георгиевски пошто нешто активности таму или? Тоа се такви тешки мачканици, тоа се праќање некои клипче, некои сличиња, еве, па ги поздравуваат, као, нели, еве, ви праќаме поздрав. Сакам да ви кажам колку нечесно играат овие нашиве политичари, да се навратам и на поентите на Борис. Политиката не е наука, политиката не е професија, политиката не е игра, политичноста е одлика на човекот.
Тоа е наша карактеристика. Ние се раѓаме политични. Во која смисла? Зоон политикон. Да. Во смисла дека ние, за да живееме заедно, Да сакаме ние да мора да можеме се организираме. Тоа е политика. Како ќе се го организираме заедничкиот општествениот живот? Не е политика која партија што рекла, која партија во кој скандал е замешана. Тоа е представата, спектаклот што нас ни се прикажува и мене ми е жал, еве на пример и во оваа дискусија, во било која дискусија што се отвора во јавноста. И ние завлегуваме и запаѓаме во тие замки и дискутираме. А вака рече овој, а така рече оној, а тој беше со овој, со оној. Тоа не е политика. Политика е како ние можеме да го организираме целиот општествен живот за да одговори на сечија потреба. Како беше нели она на Маркс? Секој според можностите, секому според потребите. Но и во Југославија тоа било злоупотребено. За жал, целата марксистичка филозофија била злоупотребена бидејќи не заживеал вистински марксизмот. Се уште имало црвена буржуазија, се уште имало висока класа и така натаму. Марксизмот најмногу на највисоко ниво се почитува, се изучува и се цени токму во тој капитализам, во западниот свет. Ете така, да, значи колку се испревртено. Вака да ви прашам, дали ако веќе сите истражувања анкети покажуваат аполитичност, апатичност, равнодушност и повлекување во себе на младите, вие го правите спортивното, ве гледаат ли како чудаци така понекогаш? Шо не си седат дома, вие шо не се мажат, женат се, шо не се вработат и да ги искористат партиите, дека се пазарат таму. Да се снајдат. Апсолутно. Значи, апсолутно сите. И мене најтешко ми е кога доаѓаат од најблиските, особено кога гледаат колку не спиеме, ја не јадам, значи, најтешко е тоа, затоа што тоа ти укажува, а сите очекуваат дека ти стварно ќе го работиш тоа и ти ќе смениш нешто за нив. Они да се седат на страна, да. Ама и ти си будалата за тоа што сакаш да смениш. Значи, навистина една голема да. Тоа е повторно еден напад на системот. Значи тоа што го кажуваш Настасија за безнадежноста. Системот ни ја одзема надежта цело време и луѓето навистина немаат надеж дека ние можеме нешто да направиме. Они се зајадливи во нивните коментари и тоа навистина и мене не гледам од каде доаѓа таа потреба. Веројатно од тешка фрустрација. Меѓутоа навистина не веруваат во ништо. И сега ние треба овие дискусии и овие јавни простори што фала ви многу што ни го возможите овој простор, да ги искористиме за да ги дискутираме алтернативите, бидејќи ако цело време зборуваме само за како овој систем тотално потврла во секоја смисла на зборот. Да, цело време диагноза, тоа треба. Цело време ќе бидеме во таа состојба на безнадежност, во таа состојба на апатичност, бидејќи окей, ние не гледаме излез. Еве да речеме, учествувам јас во многу меѓународни иницијативи, локални иницијативи, значи доста сум политички активна и сега имаше една работилница во која што учествував војна и мир. И заклучокот беше, ние цело време дискутиравме за војна. Ние не знаеме да го дефинираме мирот. Не знаеме да го замислиме мирот. Немало еден ден мир на оваа планета. Значи, ние постојано сме во војна. Војната е всушност најголемата индустрија. Војната е трговијата на светот. И сега, како ние да излеземе од тоа и да замислиме... Таа милитаризација тренд сега во Европа и во... Се спремаат младите за војна. Ги полнат со омраза, како што и вие рековте. Ги полнат со омраза за различните. Особено младите мажи се намета на таа реторика, дека сега дојдоа муслиманите да ви ги силуваат жените, а жените тука во Македонија секој ден се силувани од нашите луѓе. Буквално. Имаме голема стапка на фемициди во Македонија и покрај Тоа што имаме законско решение за дефинирање на фемицидот како посебно кривично дело, ние сепак потврлуваме системски во тој дел на фемициди, ни се случуваат на годишно ниво, што е голема бројка. Што сака да кажеш дека менталитетот е жените да се тепат, тоа е од Меѓутоа да, а сепак ама судиите не треба така да размислуваат, обвинителите, оние институции кои што треба. Апсолутно тука цела апаратура, односно на системот, треба апсолутно внимателно и на некој начин да излезе од таа бирократија да функционира. Често пати надлежните институции ќе кажат па така е пропишан законот, ние не можеме да излеземе од таа рамка, тие се наши надлежности, а станува збор за живот. Значи, во овој дел, јас сметам и веројатно и во другите држави е малце пофлексибилно. На начинот како да заштити животот, а правото на живот е еден од фундаменталните права на човекот што Не, Борис, 83.000 жени се убиени во период од низ целиот свет, ми е зборот. Нема други држави. Мораме да излеземе од тој наратив. Дека овде е најлош, а другите држави као таму нешто цвета. Не, целиот свет. Во моментов капитализмот владее со целиот свет. Но меѓутоа кај нас пристапот е веќе детектиран дека во Велес како беше, не можел да постапи обвинителот, судот, треба виновен бил, па полицијата, па пријавувале, па пријавувале. Значи, страшно префрлање на одговорност. Тоа и
мислам дека не се гледа на ова прашање буквално со голема сериозност, односно дали не се сака, но едноставно или дали се Да, се уште се смета нема жената воља, и женскиот едноставно. живот за инфериорен. Се Да, уште се и смета. тоа на некој начин стварно не само на жените, меѓутоа целокупно влие на нашето социјална хармонија. Кажеме пример, затоа ве охрабрувам и јас затоа во новинарството зборувам цело време. Мене ми падна чудно кога отидов во Америка. Многу луѓе имаше со попреченост кои што беа присутни во јавноста на улиците во секојдневниот живот. И сега разговаравме со одредени американци, што е работа тоа, сега кај нас нема, што сакаш да кажеш, дека кај нас има повеќе лица со попреченост отколку кај вас, дека ние сме дефектно општество. Не. Да, вика, тоа ти е првиот впечаток, ама треба да си го поставиш следното прашање. И кај вас ги има, може би многу и повеќе, ама кај вас немаат услови да излезат и да бидат јавни. Може би вашиот менталитет на времето бил проблематичен, кога било срамота да се излезе со тие луѓе надвор, да им се овозможи нормален живот, се ги криеле, ги пракеле во институции, Демир Хизар, како се вика. Истото вика и со силувањето, со срамота било да се пријави тоа. Па после сега почнаа кај нас да излегуваат, да се охрабруваат, да пријавуваат и тој фемицид што го споменуваш. И исто и случајот во Гостивар со девојчето кое со Даунов синдром, кое што на некој начин беше дискриминирано, бидејќи едноставно низиниот образовен пат не во тие институции, нели, што се посебни, едноставно таа е заедно со останатите дечиња Така треба. И така е треба, и таа е замислата, нели? Меѓутоа таму јавноста едноставно се побуни на некој начин што стварно нема разбирање. И Па затоа тоа треба беше гласност, треба, затоа треба да... поразително е, и тоа девојче, замислете, која е тоа траума за самото девојче, бидејќи и тие чувствуваат. Да. Апсолутно се чувствителни и тоа девојче веројатно ќе расте со таа траума што има. Да ве прашам, споменавте како ве прецепираат во поголем дел возрастните. Дали кај младите имате поддршка? Или и оние викаат, ајде тргни се на страна, или кај вашите генерации? Во нашите кругови, пак ќе кажам, значи сме прилично активни луѓе, но малца пошироко кога ќе видиме, нема ја мислам дека младите не се замараат да поправат државата, зашто секој има во план да си купи карта и да си отиде од тука. Ама нема кај да се скриеме. Не, да, тоа мислам дека не нема кај да разбираат се дека ти бега. каде и да отидеш, пак ќе се соочиш соочиш со- горе доле со проблемите од системот во кој што живееш. Само кај нас, еве, ние ќе збориме нормално за системот во кој што се живееме во државава, бидејќи си ја сакаме оваа држава и сакаме тука да си останеме. Сакам да кажам дека младите мораат, значи нема работно место за тебе. Искачам и секој ден зборам на телевизија дека нема работно место за мене иако јас сум завршила 3 факултети. Значи мора сам да си избориш за она во кое што веруваш. Не сам, можеш заедно сите. Не, сакам да кажам сам да дојде Шал. мотивацијата од тебе да се приклучиш. Јас првиот протест кој се случи, јас го имав видено на Борјан дека он спонтано зема да каже нешто на тој протест и јас земав му пишав, кажи ми дали ќе организираме, дали ќе правиме нешто за понатаму. Значи јас од мене дојде таа иницијатива дека сакам да се приклучам кон нешто ако веќе нешто се прави. Бевте ли активни на локалните избори? Бевме активни на Обично локалните младите не излегуваат на избори. Јас лично ќе зборам за Анастасија мене. беше и кандидат за советник во Гадзибабе. Да, јас Како независна иницијатива, така? Да, јас имав пријавено и на И мои колку 18 години. Се исто разочара од така. бројот на гласови и не влезе во совет. Не сум разочарана, повеќе сум љута. Повеќе сум љута, апсолутно, дека младите покажаа голема незаинтересираност за тоа кој ќе им ја води локалната заедница. Можа Марија тука нема да се служи со мене, но моментално стварно живееме во еден систем кој што владаат партиите и мораше да се донесе одреден избор. Изборот да не искочиш да гласаш, навистина се покажа како погубен, бидејќи само им даде повеќе кредибилитет, ета да имаме една партија која што владае со мнозинството општини во државата. И мене, значи, целиот изборен процес навистина течеше толку онака како што може да замислите. Одеше од врата на врата, правеше кампањи значи, или на Facebook, на социјалните мрежи. Не го ценам тоа од врата на Instagram. врата да ги вознемирувам луѓето и да давам промотивен материјал кој што е штетен за планетата Земја.
Јас повеќе сметав дека она кое што го правам преку мојата работа е доволно за да ме посочи како човек во заедницата кој што навистина си се грижи за заедницата. Мене што ми беше разочарувачки е дека поголемите партии сепак имаа проблем со нас, па ни поставуваа сопки на секој можен чекор со тоа кај што ние не знаевме дали воопшто ќе може да учествуваме на локалните избори. Да, имаше законски. И понатаму баш кога дојде денот на изборите, нашето лого фалеше од листовите. И не ни дава исто така да бидеме под името Независни заедно, туку мораше во секоја општина носителот на листата да биде ставен, што апсолутно ние немавме ни пари за маркетинг за да можеме индивидуално сите да ги промовираме кои што ни беа кандидати. Така да јас сум разочарана едноставно дека они осетија толку голем страв од тоа да влезе еден независен советник во општината. Значи они што прават на тие совети? Затоа што јас ако влеза во општината, јас знам дека апсолутно јавно ќе објавува се што се работи. Не можете купат да гласаш за Да, немаше да можеш да урбанистички купате, затоа не им одговараше. Тешко е тоа. Јас бев дел од листата на Зелен хуман град пред 4 години. Така и се активирав политички всушност, значи на локалните избори. Јас имав тогаш 27 години, уште бев млада. И моето искуство беше слично, во смисла дека да, тие сопки и се до тоа секако да ќе го прави системот, но и повлегувањето во Совет моќта е ограничена заради тоа што едноставно тие институции се целосно окупирани од партиите, како што викаше Анастасија, и партиите имаат огромна моќ на располагање и можат многу лесно да те изиграат, бидејќи се доста вешти во целото тоа. И така на некој начин нашата иницијатива во тој момент беше изиграна не со пари, не со мито, со раководно место во лајка. Јас не можам да зборувам дали тоа требало или не требало да припадне, но тоа што беше ефективно постигнато беше дека кога падна тој договор за раководно место во лајка, веќе нашата критика мораше да биде стишена. И со тоа, ние на некој начин бевме кооптирани од тој систем кој што требаше да го промениме со нашето стапување во Совет. Затоа сакам да кажам дека е тешко, Анастасија, да влезеш внатре и да продолжиш да сделуваш и да размислуваш како кога си била надвор. Бидејќи веќе си заедно на маса со тие луѓе и тогаш е друго. Тогаш веќе не се тие некои апстрактни ентитети, туку си веќе еден со човек и го гледаш во 4 очи. И сега, не викам дека електоралната политика нема свое место во промените, апсолутно, ние треба да водиме борбата на секој начин што можеме, секој начин што нам лично ни одговара или ни е складено со нашата личност. Тоа сум согласна, секој ќе си го најде тој пат. Меѓутоа мора да бидеме свесни, зашто вика Анастасија нема се согласам. Јас бев дел и до овие локални избори со друга иницијатива од корен. Не стигнавме до нека популарност, многу доцна се активиравме за жал. Такви ни беа условите. Меѓутоа идејата на оваа иницијатива од корен, и ве поканувам да разгледате што имаме пишувано до сега на социјални мрежи, беше дека всушност ова што ни го разјаде во општеството, да не одиме директно по капитализмот, бидејќи тоа за многу луѓе се уште доста контроверзно, и нападнавме партиите, го нападнавме партизмот како главните носители на овој систем каде што се претвора во некаков преговор за некаков профит. И идејата беше дека партиите се премногу моќни и овие иницијативи секогаш ќе бидат минирани и никогаш нема да испливаат на површина. Колку да имаат честни, колку да имаат квалитетни кандидати на своите листи, секогаш нив ќе ги надгласува партиската машина, која што за тоа добива пари од државата, која што за тоа веќе добива и приватни донации, значи едноставно има веќе цела една машинерија против која што ние не можеме, ако сакаме да влеземе во истата борба, да се бориме, ја немаме таа машинерија. Чаре што треба некои други начини да бараме. Чарето што ние го гледаме со откорен е во враќање на моќта во рацете на луѓето, на граѓаните, преку алатката референдум. Значи да се скокнат партиите, да се скокне изборниот процес. Швајцарија за речи си секое побитно прашање, без разлика дали национално или локално, се одржуваат референдуми, национални и локални. Ета така. Сега нашето ветување беше дека после локалните избори ќе излеземе со разработена стратегија пред јавноста, но меѓу време додека ја разработувавме таа стратегија, откривме колку е референдумот уништен како алатка и повторно преземен од партиите. Тешко се организира. И значи сваќаме дека Плюс има многу гласачи кои што не живеат тука. И за да се исполни тој цензус, тоа е веќе неверојатна работа. Откривме дека ние немаме право. Например, 50 плюс 1 од 1.800.000 треба да гласа за да успее референдумот. Тоа се 900.000 во Македонија во моментот, значи сите што имаат државјанство, што се возрастни имаат право на глас, ама можеби 50-6% тие луѓе се 2,5 милиони имаат државјанство, се надвор од државата. Во Македонија во моментот има 1.200.000 можеби. Да. 900.000.
Во секој случај тоа е еден Те е аспект од невозможна проблемот, но другото, работа. она што го откривме ние Треба да се во намали нашата цензусот, анализа, веројатно. беше дека всушност законски сме оневозможени да организираме референдум за сопствениот изборен модел. Значи, Треба по да закон сме собирате- забра... Не, воопшто не може да се организира референдум за прашања поврзани со изборите. Замислете што е тоа. Каква Ама бараат консензус сите партии за промена на изборниот модел, колку што знам, до сега така. Еде така. Тие препораки на ОДИХР, ОПСЕ. како А не сум знал. Не може референдум за изборни прашања. Да, замислете. Значи ние како граѓани не можеме да покренеме таква иницијатива. Тоа е глупост, ајде ќе Само го проверам, партиите баш можат да се интерес. договорат да си го сменат изборниот модел, кој што не ги носи нив на позиција на моќ. Значи тука е најголемата заврзлама всушност што ни ја прават партиите со буквално преземање на нашата моќ и на нашите иницијативи, на нашите механизми. Религија, верувате ли во Господ? Тоа веќе е многу комплексно прашање дали Или лично прашање не треба да го на запад можеби е некултурно да се праша за плата секако и за религија, ама за религијата е како размислување. Религија, организирана религија, јас лично не верувам. Во некои надприродни енергии верувам. Значи Дека ова постои како нешто, да, некоја сакам да универзална верувам. правда, Некоја сила која што наводи би кажала да, ама она како што ни е пласирано во општеството религија, не би кажала дека не сте воодушевени од МПЦ, она нели го држи идентитетот, па не историски така било. Значи, МПЦ, кога не застана позади родителите од Кучани, туку застана на страна на градоначалникот на Кучани, за да го смирува гневот на родителите, мислам дека тоа е доволно. Или кога се случуваше геј парадата во Скопје и организираа контрапротест во дворот на самата црква. За традиционални вредности. За традиционални вредности, Биологија. да, ама што зборувал да. Бог, они ако читале, они треба да знаат дека Бог сите ги сакал и А дека Бог сите ги нема врска со прифатил. биологија, така или? Да. Добра, сега и ќе ме убијат се. Нема, добро, сум правил јас многу интервјуа со нив, макар што вака ми велат. Столе, ова не треба да ве обесхрабрува вашите размислувања, со теолози. Лесно е да бидеш атеист дека до 50 години, ја гледам така што. Знаеш, кога се јавува Господ, кој над 50-55 години, кој ќе почнат да те вртат колената, и после Господи Господи... се случи со сопствената смртност. Ама тогаш тоа не е вистинска религија, тоа не се вистински верни кога очекуваш дека ќе добиеш назад нешто. Иако како психолог можам да кажам дека многу добар дефанзивен механизам е вербата во било каков Бог, затоа што на пример научно е докажано дека луѓе кои што имаат диагноза на канцер, а се религиозни, имаат поголема шанса да го победат канцер. Да веруваш во нешто, како вели народот, да имаш тоа ти дава некоја внатрешна гајрет, како се- сила, да, ти дава некоја внатрешна сила и навистина ја не би кажала дека религијата во целост е нели нешто лошо затоа што ваква улога врши за нас лично, но би кажала нели организираната религија и посебно манипулирањето на луѓето, колку пари се наплаќа за да Да, тоа е погребаш како никој Волко за Стефановски да... што вели, јас Бизнис. верувам во Бизнес, нешто, верник сум бизнес. можеби, Или- ама не верувам во во институционална религија, во Еве една критика за МПЦ, кога целиот народ и многу голем дел од нив верници, одеа против тоа да се гради Карчи Holiday Inn, МПЦ си го даде земјиштето и ета сега не никна оние Добро, прекрасни. барем не ги направија толку високи колку што бараа продична, Аха, на малија многу убаво, само се задоволувам со некои мали. Господинате референдумот, те сега така Марија, ако референдумите биде олесната процедурата за брзо, едноставно да се организираат, ќе треба тоаш референдуми за сефсите и за мигрантите сега. Тие теми кратко да ги... Јас сум доста радикална по овие прашања, ајде порисповели. Да, слободно. Во однос за мигрантите, Само јас извини, тоа морам е- да кажам, значи ова веќе почнува во лични ставови, не е Да. нешто што Да, сме дискутирале во кој следен, зашто многу е Да. лесно да ни извадат надвор од контекст и да кажат многу работи дека до сега ние- што ги кажавте ке ве варат од контекста. окей, само Ич, сакам не се да- секирете. Јас сум навикнат на тоа, сега вие треба малку да се челичите, да се Во однос кршите. за мигрантите нели актуелна е во однос на последнава вест што се случува кај нас. Веќе ние имаме мигранти во Македонија. Па и многу македонци се
мигранти некаде. И Така. многу Емигранти, точно многу да. низ таа призма не ја гледаме, тука Знаеш, гледаме како дали има Трамп само против ние. мигрантите, а он доаѓа од мигрантско семејство и Америка се развојот на Америка се дължи на увоз на работна сила, на Точно. мозоци, И на така натаму. колонизација. Точно, ние веќе имаме Не, мигранти. добро, јас имам став тука, мене повеќе Да. лицемерието ме нервира се. Ако е така, да е добро да се пазариме сега. Може би, еве ќе ги примиме, ама дај да можеме, или да можат тие, чии што мигранти ќе примиме, да влијат, да ни дадат гаранција дека бугарите нема да ни прават проблеми понатаму. Јас се Да, најдеме симплифицирам некој сега. И политиката е трговија, Трамп што е? Трамп е трговец. Да. Тоа е многу креативно размислување, не знам дали тоа викам креативно размислување, не знам дали ќе успее. Ама не, мене што ме вознемирува во однос на мигрантите е тоа дека се дека се носат како нешто кое што дека ние имаме недостаток на кадар и сега овие луѓе ќе го пополнат тој кадар. Зашто ние не работиме да го задржиме нашиот кадар? Зашто имаме потреба да даваме на луѓе од надвор, Така. а не да си ги задржиме? Затоа што ние сме на периферијата на капитализмот. Во центарот на капитализмот се собира се. Се собира целата интелектуална, целата физичка, целата секаква сила и секакви ресурси. Таа екстракција што сакаат да ја прават на дошница. Таа екстракција што сакаат да ја прават во прилеп со рудникот. Тој екстрактивизам, значи црпење на тоа што го викаме ресурси, а тоа се човече прво екосистеми, Да. тоа се живи работи. Значи не се ресурси, прво и основно. Тоа се случува и со луѓето. Значи, младите се екстрахирани преку многу добро осмислени кампањи, дека од тука ти можеш кај сакаш да одиш по светот и се знае кај сакаш да одат во светот, каде што се пропагира дека животот е најдобар, најквалитетен, најорганизиран и така натаму. Значи, фактички нашите луѓе се црпат од овде исто како руда. Нашата интелектуална сила. А овие луѓе на истиот начин они се уште поголема периферија од нас, па доаѓаат малку по центар. Значи А добро, целата да не работа правиме е таа. ние И сега, од без друга страна- кршмар, затоа што па тие луѓе кои знаат дали сакаат тука да Па останат, апсолутно не да- сакаат и тие сакаат во центарот да отидат. Така, Тоа да. центарот ги привлекува сите, но што сакам да кажам сега, миграцијата како таква е најприродното нешто на оваа планета. Ние сте сме дошли од Африка. Значи, нашиот народ словенски каде дошол од Тука Карпатите? централната власт нема да ви се наоди сега, Мицковски, Николовски ќе речете, идете. Значи може да се најдат некои работи кои што им се конјунктурни, се Не знам што сакате со ова да кажете, меѓутоа зборот ми е нека нешто што е најприродно. Апсолутно за ништо не се случуваме со Мицковски, ете вака ја да кажам. добро. Апсолутно. За Со никој од За нив. Safe City викате окей, така. А пак Се- повторно е дискриминирачки се сите бидејќи ние знаеме со каква еве јас Што специфично. сакам да ви кажам, со- не можете на се да викате, не можете на се да викате, не треба. Кажете. Океј, Еве, ама ще може ќе дадеме критика. Може да ви кажам кај нас се е до некаде нешто подзакрпено, смислено, па ајде дадено како Аха, предмет. добро, значи го Јас- оправдувате, меѓутоа не е изработен, не е изграден. Проблемот што е? Значи ние знаеме колку голем дел од населението прво нема дигитална писменост, односно не поседуваат сите паметни телефони, каде што треба да им стигне таа нотификација од сите дека направиле некоја грешка. Голем дел од нив немаат интернет за да отворат која е таа нивна Да, грешка. тоа се случува, има такви примери, нема Значи, и мејлови. како може воопшто да се воведе таков систем без ти да размислиш за овие слоеви на луѓе кои што нема да можат да си ја платат казната воопшто? Не, прашањето ми беше протестиравте за собраќањето Добро, за нески. Ова безбедност, може би е јасно. дел од Ете, го прави побезбедно, ама повторно ние сакаме да видиме во пракса како ќе изгледа тоа, односно дали ќе биде селективно казнувањето или ќе биде казнувањето како што треба. Односно дека А што секој треба ли се- да чекаме да видиме, демек не знаеме. Да, јасно. Во однос за Safe City, еве мој впечаток, сепак идејата за казнување на тие сообраќајни прекршоци кои стварно во огромен број се не само во Скопје, ни цела држава, е окей. И нешто требаше да се направи. Меѓутоа, сепак со оглед на тоа што самиот систем и сепак ќе дадеме време целиот систем да се разработи, да видиме како ќе функционира, мојата загриженост е во делот на заштита на приватноста. Аха, И- ќе почнат и слики сега да За, прекинат, да, сликите окей, може не е спорен момент при докажување на судска постапка тоа ако има прекршок, меѓутоа тие снимки нели се снимаат, како ќе се увериме дека тие снимки Нема да заврши. нема завршат. Да, немаме доверба во оваа Апсолутно, држава, јас имам ништо загриженост и- бидејќи ние да. имавме
имаме историја на злоупотреба на селината. Да не ни се случи некој неконтролиран Орвел. И сепак треба и тука да посочиме Веќе треба живееме во тоа. Веќе живееме во таа и треба да дистопија. оградиме системот на тоа и треба на некој начин стварно да фокусот да биде на тоа каде што стварно ќе веруваме во тоа дека нема да има никакви не само со приватноста, било какви злоупотреби што може да излезат. Тошковски речи него го не препознав дали е министр или не. Одма му стигнало. Да. Меѓутоа за други цели јас сакав да кажам за други цели тие камери дали Ве разбирам многу добро. За нашите цели, дали ние ќе бидеме под надзор кога ќе правиме герили и протести, луѓето ќе им се закануваат дома, има на па да камера ги дека користат, цивилна да. протест. Сакам за ова морам јас да дадам. Да не ви осврт. пишат и они транспарент, внимавајте ве гледам. Така. Тоа е тоа. Ама ние сакаме да го свртиме тоа обратно. Точно така е. Поправо сте, многу добра забелешка. Што сакам да кажам на оваа тема и ова пак ќе се оградам нели од кој е следен. Ова е моја лична интерпретација, моја лична анализа. Меѓутоа целата игранка со Safe City е масло на Израел. И во суштина Тошковски отиде во Израел да се договори за ова со Elbit Systems, која што е најголемата компанија за производство на оружје. Хеликоптерите и авионите ги... Ете така, и не е тоа само оружје, него баш таа целата надзорна технологија, Електронски, да. дронови, камери и така натаму. И сега, што се случи? Апсолутно тука бевме ние злоупотребени како повод. Ние се појавивме на 31 јануари, се случи голема мобилизација околу Фросине и околу безбедноста во сообраќајот и на 7 март Тошковски отиде во Израел и склучи договор за Safe City. И затоа кога реков преска, ние мораме да ја реосмислиме алтернативата, ние мора да видиме што сакаме, што е тоа безбедност. Али е безбедност нас да не прати полиција цело време? Не е безбедност тоа. Сега да кажеш дека во тоа го гледаш големиот брат, така како се викаш. Големиот брат и особено еве оваа воена индустрија која што го движи, која што е моторот на светот. И ќе се навратам и на мигрантите, тоа исто така дел од истата игранка. Излезе во септември свиркач whistleblower од компанија за истражување на јавното мислење во Израел и за точно не знам компанијата каква е дејноста, веројатно некаква PR компанија, кој што кажа дека ги истражувале мислењата на младите низ целиот свет и сите биле неповолни кон Израел, сите викале дека Израел е апартхајдска држава и дека е врши геноцид и сватиле дека нема назад, дека не може да ја вратат назад емпатијата на луѓето за палестинскиот народ, дека луѓето веќе премногу сочувствуваат со нив за да може сега тоа да се врати назад и да се претвори во некаков анимозитет кон нив. И сватиле дека сега тоа што може да ја сузбие таа емпатија, нормално е стравот. Кој страв? Стравот од радикалниот ислам. И сега тоа е таа реторика што се шири. Се владее, стравот е основа на Почнувајќи секоја од Трамп, контрола. кој што ја шири таа реторика во својата држава и наоколу и во Европа, Елон Маск кој што постојано комуницира со АФД и со други крајнодесничарски партии во Европа. Елон Маск беше симпатичен порано, сега откако се здружи. Елон Маск целосно забега во целата таа работа, меѓутоа од секогаш беше одвратен лик, но сакам да кажам, значи целата игранка, сето тоа е поврзано. Целата идеја е да се создава омраза за луѓето да војуваат и таа цела Да се продолжи. опрема и технологија да се продава и да се тргува со неа. Целиот напредок во технологијата на што го имаме, со вештачка интелигенција, со интернет е благодарение на војната индустрија. Ова сега во Австралија, дали го оправдувате, дали ќе заврши работа? Без социјални мрежи до 16 години. Океј, тоа или не, гледам, одма почнала да го изигруваат. Нормално. Во Австралија и да, тоа е Тоа океј. мислам дека важеше и за TikTok прво, мислам дека имаше А со ограничување. TikTok имаше претходно Да, други претходно забрани. ограничување што стварно Што ги возбудува младите? Затоа ви го поставам прашање, како да се има сега. Ништо веќе не. Порано имаше некоја представа ќе кажат нешто против Тито, ќе се совлечат голи. Сега се е видено, се е достапно. И што е возбудува? Или нормално ќе почне да ве возбудува? Ја веќе тоа прашање е конкретно на вас, Виго. Што прават млади? Значи Што читаат, еве, кажете ми, што музика слушаат? Не Еве, читаат. Рок, како? ја ви кажам Не, дека не. поголемиот дел не Не читаат читаат, и нема оттаму доволно им внимание доаѓа- за да. читаат, да. Да, затоа до некаде Читањето ограничување е на основа на пристапот развој до на мозокот, социјални на мрежи. контемплативноста, на размислувањето на... Така е. Да, ја до некаде го оправдувам ограничувањето на социјалните мрежи и таа сам некако психолог кој што учел специфично Не читаат, а кој знае, пишување да не невропсихологија. зборуваме дека нешто пишуваат, нешто. Значи, вниманието нели е целосно намалено, ама исто така имаме и појава на еден момент кој што се вика дигитален аутизам. Дигитален аутизам. Да, значи тоа се појавува од од премногу бој, визуелна стимулација, звучна стимулација и така натаму. Имате такви веќе пациенти? Значи, да, мислам, ова не е од сега, ова е, мислам, дека од 2010 кога веќе почна интернетот баш да го зема својот поголем замав. Имаме антисоцијални деца кои што сакам да кажам во однос на младите. Кај нас младите повеќе не се возбудуваат за ништо,
Затоа што мислам дека ни они самите немаат идеја кои се, затоа што образовниот систем ги уништи целосно критичката мисла кај младите и они затоа не знаат што сакаат. Не е крив интернетот и Не. и забраните нема да завршат работа. И 200 Зошто журки е прашав што е возбудува? Ништо не ги возбудува и дури се пуштаат во опасни ситуации да се сликаат од опасни места, да се фрлаат, да прават некои, зборувам за Тоа го прават најмладите, за популарност. 15. За популарност. Исто така, доста трагично. Може да се каже дека популарност е некоја вредност која што за жал ради социјалните мрежи стана нешто Да кое што станат инфлуенсери, работа. да станат Да. Тоа мене ми е многу жал, сега не прашавте што перфектно читаме, не верувам, јас имам отворена библиотека во Железара, која што е бесплатна, отворена кон сите, има прекрасни книги од цел свет. Повеќето посетители се возрасни лица. Немаме млади луѓе кои што доаѓаат да разгледаат што има во самата библиотека. Така да тоа е многу трагично во однос на музика, не се слуша македонска музика, не се создава доволно Што слуша, македонска турбофолк, музика. што? Не е турбофолк. Рок, Ќе би што? кажала дека нели на америчка генерична музика која што има на TikTok. И многу е тажно и кај нас не се буткаат воопшто овие млади уметници да сакаат да креираат на македонски јазик. Ева последно Зибомб, кој што беа некој хит помеѓу младите пред неколку години, оваа година извади албум на српски јазик. Толку ќе кажам. Филмови гледат? Телевизија Гледам гледат, на што се филмови. информирате? Филмови, тоа Netflix? па платформите ги користиме, да. Имате трпение саат и пол, два да гледате филм? Да гледате представа некој од 3 сата со пауза 15 минути? апсолутно. Младите имаат? Па и вие Јас сте. можам да зборам за мене, јас стварно сакам и на опера и на представа да гледам, така да се уште го имам тој жар. И во однос за филмови, така да избегавам тие филмови или серии што се наметнуваат, има и таа наметнувачки тренд за младите што треба се гледа или што не треба се гледа. И јас избегавам едноставно сега малце сум насочен на европска продукција, значи гледам европски филмови, што моето детство реално не сум гледал толку европски. Холивуд важи, ама и Холивуд има Да. криза сега, овие се поуметнички така по. Макар Да, што и Америка се има разликува, Санденс. многу се разликуваат и самиот мотив, односно И во малце длабочина. пореален, значи вистински приказни, социјални приказни, значи животни приказни што на некој начин Не, ни црно-бело, па на крај убавото Ама да сега, победи да например, близо ќе се рече го. дека Netflix, например, сериите кои што моментално ги продуцираат на таков начин на напишан текстот и сценарието за ти да скролаш на телефон, кога ќе погледнеш да знаеш што се случува во серијата, иако не се следа. Да, во скридни, како го викаат тоа. Да, не ми ти, да. Нешто дека треба да можеш ти два екрани во моментот да пратиш. Доволно да биде содржината лесна за да можеш да ги испратиш. Ајде завршуваме полека со Да. вешка интелигенција. Не ја сакаш многу вешка интелигенција. Како алатка е окей, ама ставила како извора која користиш е проблем тоа. Работата е дека ние Оти, на латка сама по вешката себе не е добра интелигенција, или лоша. некои теоретичари велат дека е вовед во дигитален комунизам. Она ќе работи Може за нас. да биде. Ама битно е како ќе се распоредат Интересно. Знаете ли што е интересно за работите човекот? што она мора ќе ги човекот да произведе? излезе да извади од глава? И преска за прашањето верувате ли во Господ? И тука има една стара добра анархистичка no gods, no masters. Господ името вика дека тој господари со светот. Ние мораме да излеземе од менталитетот дека потребно е некој да господари со нешто. Сега, дигитален комунизам, ако подразбира робство на вештачка интелигенција, тоа пак не е комунизам. Че ние мораме да размислуваме. Можеби се создава тука нова форма Че на нема живот. работичка Не класа од знаеме. луѓето. Вешка интелигенција, роботи ќе работат. Ние ќе се бавиме со услужни дејности, со Аха. тоа што сакаме да го работи. Ќе сигурно, имаме повеќе да. социјална кохезија. Ние ќе бидеме втурнати во сиромаштија. Колку и утописки да звучи тоа, луѓето кои што ја протежираат вештачката интелигенција, го зборуваат токму ово што сега јас би го кажам. Така, да. Па тоа е таа приказна што се продава, меѓутоа За да е протнат. за да е протнат, меѓутоа што се случува сега. Значи сакам да разбереме до која длабочина е оваа револуција со дигиталната со вештачката интелигенција. Ајде да за работните места, ајде да речеме дека постојат некои минимални шанси да се роботизира повеќето од индустријата и се тоа и да можат луѓето да се бават со уметност или со некои повисоки дејности и поинтелектуални. Но што правиме со тоа што денеска младиве, ваќе ги коментираме, или не само младите, многу луѓе користат
вештачка интелигенција за да напишат коментар на Инстаграм. Да, тоа е. Сега За коментар на Инстаграм вештачка интелигенција. Да. Ај за поголем текст, Ама до за толку нешто, значи, еве, и се за мрзливи поголем некаде да размислуваат. така, значи нашата сега вештачката интелигенција напаѓа нашата интелигенција. Да. И тоа е вистинската причина Че ние ќе станеме глупи, они ќе стануваме така. се поглупи, а они ќе стануваат се попаметни. Точно. И сето наше знаење Па што ќе ние бидеме сме го лесен имале, плен, така како ние е. одземено и претворено е во пазар, значи претворено е во производ. Се е претворено во производ. И ова што го прашувате младите, се е веќе видено. Точно така, животот е испразнат од значење. Ништо нема значење. Пластиката тука е многу добра метафора. Се е за една употреба, се е во некои разни форми и бои, но всушност на крајот е ѓубре. Значи нема никаква вистинска вредност во работите. Работите добиваат вредност со трудот што е вложен во нив, со времето што е вложено во нив. Не добиваат вредност затоа што изгледаат, нели, флеши или може да се свитка. Ме разбирате, значи тоа што се продава на младите е таа една сестраност, едно се вие вас. Се можете да постигнете што сакате и се вие на дофат и на еден клик и на ова и на она, а младите се најизолирани, најосамени, најповлечени од било кога во историјата. Значи воопшто немаат они чувство дека се име на нив на дофат или дека они живеат заедно со други луѓе. Така што целосно е наопаку свртена, целата работа е превртена на глава. Драги гости, имате ли уште нешто да кажете? Вешка нема протести, Вешка не може да протестира, никој не може да ви го земе тоа. Вела дека и новинарството нема да изумре, само ќе биде како органска храна, треба сите текстови кои што се од луѓе ќе бидат бележени, ама ќе бидеме скапи, ќе мора да го плаќаат тоа. Ама се бирај дали сакаш од машина генерирано или Тешко е, мислам, ја стварно не замислувам пример во тој дел и во дел. Политичарите не може да ги заменат. Не, апсолутно не можам да замислам пример вештачка интелигенција да создаде закон. Нели? Може да напише. Тоа веќе може да го направи. Тоа може, меѓутоа што како ќе се Ама не може да одрази биде во реалност. добар адвокат, може да ти напише се, ама не го познава судијата. Тоа реалноста на прилета осликува реалноста, значи. Па и тоа не за треба да џабе знае. човекот односно не само еден човек, туку нели повеќе луѓе го создаваат тој закон. И таа жива материја, нели? Да. Така да тоа за мене е несватливо, меѓутоа за некои сегменти може би да се искористи пример за мониторинг, пример еве за корупција или било што каде што човечкиот фактор зависи. може, така. Тоа би било корисно, реално. Анастасија Павловска, Борис Ристовски, Марија Арсенкова. За крај кажете ми кои се личностите на годината во светот и во Македонија. Политико излезе највлијателен личност на годината Трамп. Кај жените Мелони, фон дер Лајен, кој беа другите? Страшно. За мене лично, Да. личности на годината, родителите од куќање. Родителите од куќање, најхрабрите, најборбените, нема повеќе, нема подобри личности, нема посветени личности. Па за мене личност на годината е веќе биде како човекот кој се бори низ овие предизвици што ги имаме во 2025, односно као непознатиот човек, значи тоа е за повеќе луѓе што се вклучени во вакви процеси. Не мора да биде еден човек, туку сите луѓе што се вклучени во овие процеси, значи на тој начин и мислам дека 2025 не е иста како 2024. 2025 многу работи се промени и се случуваат моментов, така да луѓето кои се активни и се сака да направат промените, нека бидат тие личност, односно на годината. Многу одлични одговори се, прекрасни се. Јас имав многу класичен одговор, така што сега дури срам ми е да го кажам. Ама стварно ладно вие. Јас ќе ја кажа Франческа Албанезе, на пример, како една жена на годината која што неуморно работи на тоа, ете и внатре во системот да проба да ги размрда работите. Но дефинитивно вашите одговори се многу подобри. Анастасија, Борис и Марија, кој е следен? Дај Боже да нема следни во смисла на поводите или поводот поради кој што така се Кој е следната разбудена нека биде личност? системот следен кој што треба И кој е следен што ќе да се реформира, да се чепка, да се черечи, па и да се убива. Така е. Тако систем зборам. Благодарам уште еднаш. Благодарам на вас. Да сте живи и здрави. Слушавте Стадион. Не се надевам, туку верувам дека и беше интересно. Пријатни до слушање до наредната сабота во истото време. Стадион, емисија за вашата вистина.